Ако не успееме да средиме работа за следна една недела, пука нуклеарката те убил. Толку ти ве гейм овер. Имаш мапа 8 км на 8 км што треба да претражиш. Сигурно ќе ти треба доста долго време. Тоа е долга игрица. 4 квадратни километри. Плюс минус, треба да истражуваш од Чаир до подножието на Водно, аеродром, иде до границата со Ново Лисиче и источно е до Карпош 1. Абе си ги ставите зградите кај што живеете. Пробудуваш во онаков голем сад полн со течност, паѓаш и не ти јасно кај си, не ти јасно што си, само едно воки-токи ти прави муавет. Генералот вика, абе слушај, не можеме да влеземе у градот, надзорните ни кажуваат дека ако не успееме да средиме работа за следна една недела, пука нуклеарката те убил. Толку ти ве гейм овер. Многу Так. ми звучи слично ова на филм праење. БК15, кој братот апарел, имате 15% со нашиот код. Идемо. Кажи ми, други некои игрици, знам дека сигурно некои наши македонски игрици имаат искачано и порано, Да. ама некако до вој ранг на ова ниво и first person shooter, не знам дали имало и други. Од овој ранг, обем, да кажам, Така, дефинитивно не. Ептен сте прв од овој вид игрици искочени 100% македонски производ. Да, 100% македонски производ, баш така. Зашто се вика Скопје 83? Оригинално сакавме да направиме игра која што ќе се случува во бруталистички град, која што ќе можеш да го истражуваш слободно, ќе можеш да се возиш у него. Рековме, зашо не го направиме Скопје? Ете, имаме еден бруталистички потенцијал. Кој е 83-та роден? Никој не е на 80. Кој годиште сте повеќето? Имат? Од... Слично или мислам скроз терашно? Има 10 години разлика. Јас сме 92-ра. Па добро, знаеш Има зашто? Зашто тој 80 тип на некаде. игрици може би фалел у животот. Може би. Ја баш која ја видов, Зашо да им фалел? па таква ми е како дете која сум ги играл, ме потсеќа на Тие Doom. шутери, да. Да, POV со пиштолот. Да, Може, first person first person. shooter. На Doom не те потсеќа малце? Скрос на тие потсеќа, ама малце Малце New Age. носталгична, не ти е? Денес уште се прават такви игри, не е. Се прават, ама се такви ефтен, се реалистични. Оваа ми е баш... Да. Ме врати со мемории, и викам браво. Као Борд. игра од детството, ама у Скопје, и Так. знаменитости што ги препознаш пред влада, пред ова многу јако. А чекај, стварно зашто е 83-та? Тоа не е година или не? Одбравме као година, пошто некаде кај што највеќе имало брутализам во градот и као сакавме да биде малку ретро Аха. и заради тоа, као низ градот имаш 100 кецови и полиција на кај што пишува. А јас сум роден 83-та. Е, па супер, Ја- што се сеќаваш од А, 80-та? Ништо не се сеќам од До 90-та 83-та. не му тек. Не, ни мене ништо. И ти си lead game developer, тоа е official title. Лид не сум, затоа што тројца имам, сме лидови. Аха. Тројца имаме започнато фирмата заедно, тројца работиме заедно 2013, ама јас сум јавното лице на фирмата. окей, Другите окей. не сакаат Тебе да те пуштаат по зборат. интервју. Мене е баш така. Фирмата ја правите само за игрицата? Фирмата ја правиме за игри, специфично. Пред оваа игра имавме и друга игра издадено. Што се викаше Одумите до кор, направена беше исто за Steam и за Android и за iOS. Беше по-мала. Многу мала Аха. игра беше таа во однос на ова. Таква музичка игра кај што се случува како што музиката удира нешто и те пробува да те боцкаат. Така на- Кул. Да. И Така чекај, што ама ова ви е на вас, втора игра. ова ви е втора, ама game development како кариера ви е нешто што ви е на страна хоби, а имате друго програмерска работа или ова ви е апла и вистинската работа? Ова ни работа во моментов. Кога почнувавме, значи зборам 2013, кога почнавме да идеме по настани, game jams, такви работи, тоаш други работи работевме.
Јас програмер, професионално го правев тоа. Артистот работеше дизајн на други места и така. И на крај рековме 2017, мислам, или 18 беше. Ајде, дај си отказ, правиме игри фул тайм. И вие 2017 екипа тројца решавате фул тайм фирма што ќе ви биде работата Да, game development. да. Баш така. Како така отказ наеднаш? Тоа е мејџор. Сте работеле на Одлука. игри претходно? Имавме работени игри, да. Мислам, најчесто работевме на кратки игри кои што се прават у неколку дена, Што не се комерцијални, да Што речеме. не се да, Чисто онака како да пробате. така. Како тренинг игрите. Работевме еден период и за студио во Данска кој што се викаше Napnog Games. Добро. Таму работевме 6 месеци, ама во тие 6 месеци рековме па добро, ова се што се прави тука ние више го знаеме. Можеме па тоа да си го направиме тоа што сакаме да си го направиме на работа. Сте работеле во гейминг индустрија Работевме, на некој начин. ама не дека имавме многу години искуство во гейм девелопмент, како да кажам 8 часовно фул тайм. 10 години па сега ќе Да, правите. не беше до толку, ама досегавме доволно, да кажам, спремни. И со идеја влеговте ваква игра ќе правиме. Првата Што игра да оставиш све малце, Да. знаеш, некој Првата пресек игра- треба птен идеја да има. Да, првата игра беше направена според прототип кој што го имавме почнато на првиот пат кога се собравме заедно да правиме игри на Global Game Jam. 2013 во Македонија се Што е Global Game Jam? Ја не знам, ама Global Game сигурно. Jam е настан каде што во рок од мислам нека 2 или 3 дена имаш да направиш игра. Какво било? Игра. Добро. Да направиш на крајот на Надпревар. играта. Така јасно. надпревар. Ја оценуваат, ја играат, ја прават. Да, на Таа крајот ја победа. презентираш, сите ја гледаат играта, а да супер, оно им се свига. И ако ти не се победи ќе свига, ти да. дадат пари за девелопмент и слично. Па не е до толку, ама ти победил. Најдобар си бил. Ќе Тоа те е. видат, ќе се Е. видиш скаутинг ово. Е, па оно. тоа има може на би. ти. Може, да. Првата година, тоа беше 2013, тоаш имаше, мислам дека главна награда беше лиценца за Unity 4. Unity 4, Кој е тоа? Софтверот? Unity, да. Unity е engine во кој што се прават игри, кој што е најчесто распространет од независни студија, што И кошта. тогаш, Ама што, една лиценца ќе ви дадат? Тогаш беше, да, една лиценца, ама една ти треба за да издадеш играта. Така. Добро, тројцата треба да работат. Добро, Не може ама да 3 апарати. а на тогаш 3 беше многу поскапа лиценцата, тогаш беше. Аха. Доста скапа лиценца. Добро. Ама тој Unity 4 тоа му беше како последна година на релиз, 5 искочи година две потоа. И така натаму и после го сменија моделот, више не ти купуваш еднаш и си работиш, него subscription го направија, да. Да. Тоа беше период кога се идеше према subscription полека. Уствари не е скапо наеднаш, бесплатно, ама секој месец по 15, по Да, 50. ама по од друга колку. страна прави бесплатна едиција кај што ги доеш сите работи, ама ако ти успе играта треба да им плаќаш X пари, што е окей. Фер е, бе, добро. фер, Па да, ако не успееш, no harm, no foul. А и Unreal Engine така функционира или не? Да, Unreal исто функционира Unreal. Ќе навлезем Што после. беше тоа зашто ми е познато? Па исто па engine. исто. Engine, два engine се и големи. пишува на нив Unreal Engine кој ги На пушташ. почетокот кој ќе ја пуштиш, пишува Unity, made with Unity. Добро, кod дете ми текна на Sony на монитор, Да, Unreal Engine имаш. Па ај. Ќе чекам како не ми се Да, чека. бе, Ми одма се е влага. Engine-от. Ја многу у техникали ми се влага. Плюс Да. зборевме, јас сум IT. Да. Ај да доловиме малце на Така. Рачуне да јас сум лајкот. Да, он да. Јас сум публиката. Он е за само игрици. геймер и не знае што е Не, компјутер. геймер. А ја не сум Engine. баш геймер, ама сум програмер. Океј, engine да разгледаме што е. Како Како иде процесот на Што изработка? значи Е, Unreal Engine, Unity, Ајде, што значи ајде. тоа engine, платформите, Ајде, бла, бла. во ред, идеме од почеток. Дали се Значи, таа посебни на фирми. компјутерот Ова ви е инсталираш. маус. Ова е Толку маус знаем. тасатура. Имаш компјутер, на компјутерот Софтвер, инсталираш. хардвер, све знаеме, engine. Супер, значи знаеме што е софтвер. Па игрите се исто софтвер како и другиот софтвер, ама игрите за разлика од другиот софтвер имаат во себе многу системи, да кажеме. Што е тоа систем? Аудио треба да има, да можеш анимација да пуштиш, партикл системи, што има друго, модели, физика треба да има. Тоа движење на фи- карактер. Ќе биде движење. 3D, Све напред, тоа, назад, горе. рендерирање на 3D, рендерирање на 2D,
шейдери, тоа е како изгледаат Така, јасно. работите, како се цртаат, сенки. Сите тие се многу системи на број кои што Креација на оружје, овој оној на ликови. за или тоа оружје, малце за покасно? ликови, тоа е делот кој што го правиме ние, Аха. ама енџинот е тој кој што ги нуди овие подножието, базата над која што ти ќе ја градиш куќата. Така. Алатките кај што си ги Јасно, црташ и подесуваш и си ги местиш Така. Баш работите. така. Енџинот е добро. баш енџин. Моторот. Енџинот е моторот, да, ти после што ќе ставиш Така. вратата, дали ќе Црцкавиците, ти биде твоја вратата, работа. тоа е твоја работа. Готово. Баш така и двата И се најпопуларни. Unreal и овој други Двата Unity? најпопуларни во моментов се Unreal и Unity. И имаме двата пробано помалку, ма Unity имаме највеќе искуство, со него имаме почнато, со него работиме и Скопје изработено со него. За разлика од двата, барем моје видување е дека Unity има како по bare bones, помалку работи ти дава, ама и не ти наметнува некои одлуки, ти можеш сам да си ги направиш, овој другиот. Unreal е направен повеќе за рендерирање на по-реалистични Да. работи, ама самото тоа што има толку за рендерирање на реалистични работи го прави да биде малце по Тегнат. стегнат, малце полоши перформанси довади на поедноставни игри и така натаму. Односно Ама- да бара појаки Бара машини. појаки машини за да функционира како што треба, за да Да. ти Аха, играта не е играта. нешто спектакуларно што барато. Не, може и да е, не знам. Заради ама реализмот, најчесто- Јас, например, пример што го- GTA. Е Unreal? Може би. Не, а GTA си имаат нивни енџин, Аха. ама Witcher новата сега пример ќе биде на Unreal. Добро, таа е. Тас. Пред да преминеме, јас сум од времето кога не постоја овие и кога game development се правеше екипа моделари у Maya, у 3D Studio Max, таму моделираат. Тие ги знам, да. Да, таму моделираат и ќе ги добијат моделите и некаде ги импортираа, па таму после е девелопментот, таму се мапира моделот на објектот, па Да, уште е така. И така и ама- функционираат и денешните енџини. така само што сега отвараш еден софтвер отвараш. Не, пак моделирањето пак е на страна, не можеш да Е, па моделираш. кога ќе отвориш Unity, што гледаш? Гледаш Што ти е празен- работната околина? Гледаш празен екран и ти и сцена. И у сцената можеш да редиш работи. Тие Е, па работи многу исто како у 3D Studio Max, имаш не празна можеш сцена. да моделираш. Моделот мора да ти биде готов и го ставаш А моделот. ти не моделираш Не во моделирам. Unity? Не. Значи вие па моделирате на Да. друго место. Да. Каде Unity- моделирате? Маја е компанија? Блендер најчесто. Значи така, Да. Тоа е исто како вие Маја и 3D модел. Да. поделени ви се кој прави модели, кој да. програмира, кој... Окей. Имаме артисти, имам така моделер. Не можеш све да правиш. Како Нормално, девелопирале едноставно- порано тогаш кога немало Unity? Кога Кај ги немало импортира Unity, моделите? Најчесто имале кастом енџини врајано, кои што преку код се прават сите Директно работи, кодот, се да. местат работи, да. Уште една, заборавив многу важна работа. Пред да почнеме со фирмата и пред да работиме со Напнок, работевме една година како дел од тимот Excubitор што работеше. Дали Тоа имате беше? чуено за Excubitор? Што е? Excubitор е исто Excubitор. македонска игра. Екскубитор. Excubitор се вика играта, исто е македонска игра која што искочена на Steam 2017. Добро. Што игри се Што таа? е као топ-даун, гледаш Стратеджи малце? Коскица? као Tower Defense, ама пукаш со бродот. Океј, малку по аркадна, не... Така, поаркадна Добро. малку. Да. Тимот кој мислам бевме дел од тој тим. Океј. Така што и тоа го имаме работено исто океј, така. да океј. Имате искуство и таму. Заборев да го спомнам тоа, да. Така што зборав? Енџините. Енџини. Така, да. Дека и ставаш, тоа беше, импортираш да. карактерчиња. Добри, сега у што програмерски јазик програмирате? Во кој момент е Unity- тоа избор? Unity, значи ако бираш енџин, со него доаѓа еден јазик и со тој јазик програмираш. и Unity нема си има тука многу. свој јазик. Unity работи со C Sharp. C-Sharp, ето. Да. Океј. Добро. Unreal работи со C++. Има Аха. поддршка, мислам дека се има као надвор, као плагин што прифаќа, знам дека имаат поддршка и за C-Sharp и они. Исто така имаат и како вграден не јазик, тука е повеќе како визуелно програмирање, кај што спојуваш нодови заедно и blueprints им се вика. тоа. Добро, ама за да го водиш Пак е упозадина геймплеот, програмирање. Што било?
можеш да програмираш, ама Cool пак е на Visual крај. Studio нешто. Ама не. Па не. Не, таму поише црташ. Не, логика, значи логика Логиката зборувам. ја- Логика можеш да правиш, да. Тоа адванс бе, тоа е јако. А поефикасно ќе ти биде да испрограмираш од C++, Аха. ама за луѓе кои што не знаат синтакса или што Аха. е да е, и да десен клик add node Да, и тука да. има add, добро, add, ајде add. Да. И ќе ги спојува, и ќе си ги повлече едно со Да, друго и да, си ги да. спојува и така натаму. А приказната кој ја прави? За играта, Ние за- направивме приказната, ние ја направивме приказната. Што е причата на играта? Приказната на играта, значи действата се случуваат во Скопје. 83-та, Скопје, алтернативна историја, алтернативна реалност, каде што Скопје станува град на науката заради известни експерименти што се имаат случајно. И Во Југославија е градот- тука и тој дел, да. Ама не се Југославија. зборува. Не се зборува, ништо не се зборува за тоа, не е важно, надворот скопот на играта, ама неколку научници имаат превземано дел од градот и секој од нив си го развива градот на начин на кој што он сака и почнуваат да забегуваат и почнуваат жителите на тие делови од градот да си ги модифицираат соодветно. Едниот во игра, да кажам, тие се на крај босовите со против Босовите, тебе, да. еден од трите научници. Еден од лошите. еден од лошите научници, едниот модифицира луѓето, ги спојува со машини и робот, а Аха. другиот пробува да ги направи као култ прави, сите се следбеници Као негови од секта. култот, практично се негови, да, како секта. А третиот, баш така, третата научничка ги модифицира луѓето и ги спојува со растенија, животни, таква е, ботаничар. таа. Аха. И тој дел е цел тој дел е Криповите изграден. што ги треба да ги тепа главниот. Практично да. Тие се непријателите што ги тепаш низ играта. И ај сега по стратешки како оди, колку унапред морате да знаете, например, колку се режира геймплејот. Колку е open world, колку е водено, која е слободата на играчот и у кој момент ги поставувате тие правила? Обично тие правила се прават на почетокот кога се прави играта, значи најчесто се прави нешто што се вика vertical slice. Vertical slice што значи? Тоа значи дека правиш мал прототип кој што само ги демонстрира како играта треба да функционира и 5 минути геймплеј има да речем. Добро. Тие 5 минути како што ќе бидат направени тогаш се рачуна дека играта истото ќе Ќе го води тој трк. Тоа е истиот костурот. филинг треба да го има, тоа е да кажам Добра. рецептот по кој што ќе се води. Обично е тоа Физиката, атмосферата, сите покретите, графички како пукањата, изгледаат, ово, не оно. мора све да биде финално, ама треба да Така, биде да. барем тој начин на играње. Ние за да почнеме значи пред да почнеме да работиме сериозно на играта, дознавме дека фондот за иновации има повик со кој што поддржуваат стартапи да прават некакви нови иновации и проекти и така Аха. натаму. И решивме да аплицираме со игра што е најдоброто нешто што можеме ние да го направиме, барем најамбициозно Јас. како ништо друго. И таму аплициравме со Скопје, го добивме проектот. Во текот на наредната Со цела тоа, година, со тоа со 5 минутното. краткото, 5 минутното, така? не, Или поише тогаш- како концепт. како концепт беше тогаш се уште, Еве, ама аплицирана имавме идеја за игрица. да, ама имавме скриншоти направено некои такви да А, кажам поставки чисто за да се добие осет за тоа во која насока сакаме да тргнеме, Артистички, артистички, тоа, да. Во текот на наредната година работевме интензивно да го допијаме тие 5 минути. Значи за тие 5 минути има многу работа дека се дое. Треба да развиеш како се пука, како ќе се Како осеќа изгледа карактерот кој ќе пукот. пука, како изгледа светот. Година дена за тие 5 минути. Да. Ама после тие ама се види базата- после Добро, после, ама пак пак јако е. Да. Тоа е основата. Без тоа понатаму нема каде да идеш, нема што да правиш. Да. Него цецкајци има таму. Светот да се креира, Све има, и мапите, Много работа. чудата. Немаме, значи тој иницијален vertical slice ни беше еден мал дел од Шајр имавме земено, како 3 блока згради Аха. и толку беше, немаше нешто многу за истражување. Го имаше автобусот, значи во крајната игра има автобус во кој што можеш да влезеш, можеш да си го возиш наоколу, можеш во него да крафташ ајтеми, можеш да спиеш, ги имат такви. Тоа ти е шелтерот, окей. Тоа ти е практично шелтерот Да, и ти е да, мобилната база
Тоа што треба да се движиш низ градот. Мислам дека го имаше тоаш, скоро сум сигурен. Барем онака во поедноставна варијанта него што е сега. Можеш да се шеташ наоколу. Така што тоа ни беше рецептот. И за тој рецепт понатаму можеш да почнеш да им пристапуваш на издавачи и да им речеш, дечки, ние сакаме ова да направиме. Имате ли пари да ни дадете за го да правиме и така натаму. Океј, кои се издавачи? Кај кој се оди? Значи има фирмите се буквално паблишер се викаат. Тој е Така, странски. тоа го прават претпоставувам. странски, да ќе нас нема. Како? Е паблишер. Е се као познати, но Не паблишер се као издавач. Аха, Не, издавач. паблишер ти издавач. Практично има многу Јасно, фирми што јасно. се Steam не е издавач. издавач, Steam е платформа Steam е платформа кај за се продава. продажба, да. Не е издавач. Издавачот треба маркетинг да ти прави на играта, треба. Издавачот реши да ви ја стави на Steam или да издействува да ја стави Ако на работите Steam. ако работите на игри за компјутер, најверојатно ќе или на Steam или на Epic ја продадат или на двете платформи. Тука Така? у денешно време немаме некој дали ваму дали ќе биде продајано на двете платформи, тоа е тоа. Добро, идете на издавачи. Да, Како се оди на кои странски фирми странски, се тоа? Тоа се генерално, да, странски фирми, кај нас немам издавач. И кажеш, сакам оваа игра да продаваме. Добро, колку ви треба, толку. Колку време ќе ви треба, толку време ќе ви треба. Добро, или да или не. Дилот е овој, ние земаме толку посто, вие земате толку посто. Сакате некет. И тоа е Генерално тоа. е тоа, да. Тоа е процесот. Колку е hit and miss? Идеш, пичуваш, fail, pitch, Не. fail, pitch, fail. Секако, тоа е Колку врати ви затворија? многу. Да. Секако пробуваш на многу места, затоа од што колку биравте на крај? на крај бирав, мислам дека меѓу 2 или 3. Е па до. Така нешто беше. Ама како и да е, идеш на овие издавачи им стигаат дневно по многу мелови на многу студија, затоа што денес е полето на развој на видеоигри многу заситено. Ко се друго. И има, да, се повеќе и повеќе. Студија има, Да. се повеќе и повеќе. Е тешко и да се продадат игрите затоа што е толку е вниманието на луѓето, толку Плюс луѓе. вие има. сте тројца се уште. Не, не, во тој момент. Во тој момент сме тројца, да. Тоа е едена тројца е птен минимал, Да, минималистички минимум, екипа, кој што има гейм студија по илјадници. Да, мислам супер мал тим сме. Значи, Бевме. вие си посветувате година дена за 5 минути Мгм. и со тоа правите пич Да. на издавачи и кога конечно добивате дил, Мгм. можете бар, окей, со ова си купивме толку и толку време, бар да Толку, знаеме колку време си купивте. Иницијално идејата беше дека ќе си купиме 2 години и за тие 2 години ние ќе направиме играта супер. Ама Ама тоа се пролонгираше. Малку повеќе. Тоа би беше кажал. 2017. Тоа беше 2000. Не, како беше? Тоа беше 2021, мислам. Нека Е беше по на крај. ковид ве фатило. Да, баш така. Баш по ковидот кога почна, тогаш најдовме издавач и склучивме договор. И наредните 4 години не работевме на играта. Го развлековте. од Значи. кој аспект ги избравте? Финансиски што ви одговара повеќе или по како може да ве пласираат по? Пошто немавме премногу избор, очигледен ни беше у тој момент изборот, не знам како да кажам. најдобрата опција е една. Најдобрата опција, едната ми беше подобрата. Тоа беше. Мислев некој да може да ви понуди боле пласман маркетиншки, или некој друг па поише процент да ви даде, ама не може. Ги разгледавме едните и другите опции, овие ни беа од секој аспект. Ни беше подобра опција. А тоа што 2 години сте закасниле, нешто имаш или? Видео гейм девелопмент сите каснат. Нормално е како? Као нормално е. Не, мислам, не е се супер, договор, не е одлично. Кој зграда која градат, пенали има после толку. Не можеш да игри тоа да направиш прво затоа што ако збрзнеш да ги направиш сите работи, на крај играта нема да ти личи на ништо. Од друга страна, ако немаш такви да кажам да те спречат некои работи да се претераш со работа, и тоа не е добро затоа што ќе се осеќаш многу пуштено. Така што не знам кој е точниот пристап, ама знам дека Немавте стеги, нешто ви дадат одврзани раци, играта си ја ваша, цепајте. генерално да, ама ние самите осеќаме притисок заради тоа што нели буџетот што сме го направиле сме го предвиделе за За 2. 2 години, не за Да, 4. На крај
Моравме да го тегнеме. Тоа им е буџетот, работа. Моравме некои работи да правиме. Они ама- си нашле работа за 2 години. И толку, толку, дава а те ти- пари 2 На години. ти пари ти за се- 2 години. Ти ако саш работи 50 години, ја ти дав. Ја па пари нема да ти дам. Ау, да, стреш да баџет се дешава. Стреж да бажат, што не Кај е мислиш оптимална дека работа. најмногу ја утнавте естимацијата? Зашо 4, а не 2? Повеќе работи беа проблематични. Играта како игра е open world, што значи дека, мислам, иницијалната замисла беше таа. Да си го шеташ. Сакаш Скопје, цел град да го шеташ. Да. Во ред, ама тоа значи дека цел град треба да биде наместен, да изгледа убаво, Да. каде и да дојдеш да најдеш нешто. Исто така сега, нели? Многу работа отвори самото тоа. Океј, значи тоа значи дека сега треба да имаме X типови на непријатели, кои што се Сите ери по некој. од секоја зона треба да има по некој, треба да изгледаат различно, треба да имаат различен различен скил. скил, различни работи да ти прават. Така Ти што кој играш да се многу- прилагодиш и се овој пушта магија, овој гаѓа, Немале Да. open world овој е мили, овој е на рейндж. почеток. да кажам Open world е за ебанција само по себе. е за ебанција и тоа не само Со да се ццкајци. нареди, не само за ццкајци, тоа е секако голем дел од работата, ама и Секој ццка ни треба нешто додавање. нашиот енџин кој што го користавме, за жал не поддржуваше многу работи за да биде open world, затоа што повеќето игри што се прават не се open world во Unity, најголемиот дел не се open world и тоа значи дека они го немаат оптимизирано енџинот за да биде направен за тоа, што значи дека кој ќе доеш од друга зона, кој ќе се вчита тој дел, да кажам, од светот, за жал играта сецкаше и сега зашо сецкаш опрај, што е проблемот? И ајде ова барај го, па она барај го, Ја, и технички Утакај многу 2 месеца за Два за месеца. за ништо. Да Така. беше само 2 месеца ќе беше добро. Јасно, окей, Многу многу работи, ми да. го долови, да. Многу работи беа, многу проблематични Оно се беа. е супер, ама ми сецна. Ај, сега зашто сецна? Да, не, едноставно не е до. И колку и да ги разрешивме тие проблеми, дел од нив се уште постојат за жал и во крајната игра. Во моментов работиме за да ги пробаме уште повеќе да ги облажиме. Ама тоа се као ситни бакчиња. И сега ќе Бе, вадите што? Види, возиш низ Ќе град, вадите само се апдејти или ќе вадиме апдејти. вадите као сервис пакови, као нова верзија или као Не, као вадиме се викаат? апдејти. Овие се Само фри апдејти, да, Само фри апдејти. Овие се, нели, чисто тие што имаат купено играта, ако нешто не им било како Што е треба, багот, после- например, во Не, ќе ти направи так. Толку. Ама како ќе доеш на другиот дел, пак ќе ти направи так, пак ќе ти направи так малце подали, и така Ќе малце почнате нервира. нервира, да, го знаеме Да бе, тоа. зашто кога нема потреба? Да, да. На другите игри така не ми е. Океј, добро. Искрено мене тоа не ми звучи многу страшно, сега си пеглате багови. Не, Да бе, багови добро, има. нормално е. Денешно време све живо и диво има Значи багови. све е Сте извадили. софтвер и софтверот Така има е. багови, освен Да. ако не е направен, дури не е за авионски Да. превоз исто имаат багови, така што Добро. багови ќе има, не се толку страшни, Ама- ќе се решаваат. А сторилайн? Има и сторилайн, сега, за разлика од повеќето други игри, ние одбравме сторилајнот да не биде, да кажам, на други игри те фати играта за рачи, ќе те води, ајде Да, сега види баш го така. дека иди Е, таму, да, види бе. дека Мора да го убиеш тој за да отидеш таму, Види мора да таму, да. отвориш таа Иначе не ти е врата. eligible. и Да, quest, и quest, толку. quest маркери што ти означува, Е, се ба. ова направи го, се ова направи. Ние решивме да не го направиме тоа, ние сакавме да идеме тој период игравме на игра што се вика Call of Duty Black Ops Zombies. Добро. Zombies игра, вариацијата од играта е нешто што се вика Easter Egg Hunt. Тоа значи дека низ целата мапа има поставено неколку Easter eggs, мали аха. Easter eggs кои што треба да ги најдеш и треба да ги разрешиш, да најдеш што име цаката, што име финтата. Е, ама таму тоа се случува на мала мапа, на брод, на нека таа димензија. Ние решивме да направиме тоа, ама у цел град. Е сега, ама не сме до толку безобразни да бидат Easter eggs, него имаме доста journal entry што може да ги најдеш, кој што ти пишува како пазл е, треба да го најдеш што е поентата. Е, тие, Како кај миси- на кој му текнуваат како тие мисички? работи да ги стави? Еден од нас тројца е гейм дизајнер, гейм дизајнерот е тој кој што ги прави тие Тоа му е струка него. му е струка, У да. причата да ти вметне пазлча, мазлча. така. Мисичка некоја, Side side quest. Мисија и side quest, да, ама никогаш не ти пишува, се ова ти е мисијата. Не, ќе го најдеш тоа, ќе пишува во него направи го тоа, направи го тоа, направи го тоа и ти сега треба да виш, чекај, како да го направам тоа. Ми фали ова. Немам Видите. вака. Ама Што е да? може, да. ама и не мора. За да
тече Мораш. геймплејот. Геймплејот тече. Сторилајнот. Сторилајнот нема да тече ако не ги направиш тие работи. Тие се окей. работите кои што Ама ако не сум на оваа, можам се на оваа тука. можеш. Тоа е. Тоа можеш. Што збориме на другите, тоа оваа можеш на- мисија те ограничува што не можеш на оваа. Оваа Не, можеш. не те ограничуваме. И мора едно на со кет друго. 2-3. Не те ограничуваме едно со друго, можеш што било да издржиш Можам Добре. втора мисија, прва да ја правам, третата, четврта и така Така. натаму. Играта е по жанр, значи, или open world, roguelite, не знам дали се запознаени Што е со тоа? терминот. Rogue. Roguelite, roguelike значи дека кога ќе умреш, почнеш од почеток. Roguelite, Од 0-0. тоа е roguelike. Аха. Roguelite е сличен термин, исто те враќа на почеток, ама дел од прогресијата која што си ја направил, ти е Не е зачувал. избришана. У случајов, ако најдеш дел од прогресија. journal entry ако најдеш, пак го имаш journal. Key item ако најдеш, Такви некои. најчесто го Клучни имаш. работи не се Клучни брише. работи, Некои нема quest-чиња. пак да те замараме. Ако имаш отклучено нешто, ако имаш стигнато до бос, следен пат идеш директно до босот, отвори ја вратата, таму е. Аха. Не мораш од почеток да ги попатно правиш све да право. проаѓаш. Баш така. Значи, Blueprint нема- Само треба да го Save изодиш points. пешки пат. Нема checkpoints. нема Save checkpoints. points. Играта нема save points, нема checkpoints. Исто така, ако зачуваш Онако на краш, фаќам го, краш checkpoint и ги умремо таму се враќам се. него, го немаме. Тоа на Тоа не, почеток се пак си од враќаш, нула. ама не си од нула, затоа што ете, Јасно. тие работи се Некој од и плюс уште една работа има, автобусот кој што е твојот автобус практично, кој што Тоа ти е превозно средство. превозното средство, тоа ти е мобилната база со која што можеш да се движиш низ градот, безбеден си таму, немаш да непријатели ништо да ти прават. Аха, се. И во него имаш крейт, еден крейт што е за оружје и еден крейт што е за ајтеми. Така што можеш да си ги зачуваш таму ајтемите, ако Ако- загинеш после пак ќе ги имаш. не ги автобусот губиш ти- Во автобусот. пушките, јас. Апгрейд за кој имаш инсталирано на играчот исто така се задржуваат. Апгрейд исто ако имаш инсталирано. Има боле оружје, поише лайф, валја. Да, има еден куп апгрейд што може да ги ставиш. Има играта Roguelite исто така најчесто значи дека за време на едно играње твојот играч станува подобар. Што значи тоа? Значи дека кој experience кој што ти трае за време на тој ран. Значи ја Дури не те почнувам убијат. играта, да. Идам и убивам непријатели, качувам левел, со тој левел ми дава да изберам еден од 3 перкови. И перкот значи или си појак со мили оружје, или си појак со Да, кој пиштоли, таленти или да си бираш. кој таленти да бидеш. И зошто е тоа интересно затоа што тоа значи дека овој пат можам да одлучам да играм со шатган и ќе си ги бирам перковите за шатган, следниот пат ќе играм Сакам со на меле рейндж да го оружја. играм на мели, и така со натаму. ножеви, со мачови, со Да, мачови да, што па и да така, има така, одбор. баш така, као овој пат ќе бидам X брз, следниот пат ќе бидам друго, ќе бидам можеби поспор, ама ќе бидам појак. И, од таа причина тоа не е интересно Си го нешто. правиш малце, си го крафташ by design код Така, и плеерот што сакам. така, така. Заради тоа сакавме да направиме нели таков Најс. тип на игра исто така. Да кажам, за разлика од многу игри кои што се најчесто еден жанр одбрано, ние пробавме малку повеќе жанрови да споиме заедно и да биде тоа на еден интересен начин скрпено. Сега, за жал, во моментов барем, многу од луѓето се чувствуваат изгубени кои ќе влезат во играта, затоа што веројатно очекуваат повеќе Насоки. да те води, повеќе насоки, повеќе такви работи. Ама не е тоа играта што правиме, што ја правиме, така што. Ема добро, ова е убаво што го кажеш. Зашо имаат А. такви погрешни очекувања? Мислам дека многу Не е често толку ново ова, ако играле, не знам, Red Dead или овие други. Да, бе, све. Па и GTA е Навикнати се на малце. така. такви не се open до world. толку. Не, open world не е проблем, колку што е проблем што ете немаме quest маркери. На Red Dead пример имаш quest маркери, на GTA на имаш мапата ти на мапа седи и отвараш и јаваш А до може таму, тоа да. ги збунува, са Да, ова веројатно. скрос е open world или Грешам да ли, не грешам, која си на игрица. Па ако па баш боли. Нек се Нас ни е интересно, ние Да. заради тоа го направивме така, ама очигледно има луѓе кои што се многу навикнати повеќе на искуството што те води низ целата приказна. Може би немаат време, може би не им се замара, не знам. Ама заради тоа најголем дел е таков фидбек имате. Таков Најголемо фидбек што негодување имаме, околу да, тоа. да. И сега сакаме неколку работи да направиме чисто за да им дадеме нешто екстра на тие А. кои што Као Кој што го имате има квест во сега. оваа ерија. Не сега баш тук. Најди. нешто Учаер Да. ти. е. нешто ќе Како ја гледаме во моментов. вртиш, како ја комплетираш игрицата? Треба да Тоа ги бе, најдеш стварно? сите тие работи, да ги утепеш сите тие босови и на крај да го утепеш главниот бос и на крај добиваш кредит.
credits. Па, кредит кредит, скрин на да, крај да, завршува. завршува, Ја свртите, играта, да, сврте да. играта. Има да си одбереш Нема као easy, клипче на medium, крај? hard. Нема difficulty level. Нема играта. difficulty. Нема difficulty. Ама Узеба. не е многу тешка, особено ако знаеш што правиш, првите неколку пати ќе загинеш, пошто Нормално. Нормално. Како Ти се се научиш оружјето, како муниција, лајф. Така, како очекувано е тоа. Тоа е заебано, бе, тоа е голема тежина на одлука за вие да ја донесете, да решиш колку да ја направам тешка, колку да ја направам игрива. Да. Каков профил на геймер очекувам да ми ја игра, на кој Да. бигинер ли е, има ли тач, не. Барем за умирање мислам дека не е премногу тешка. Не е као не дека играта ќе те убием лесно. Одма. Нема одма, има зони кај што ќе те убие, ама таму ако дојдеш и ако немаш инсталирано, ако се немаш апгрейднато, ќе ти биде тешко едноставно, тоа е тоа. Исто не знам колку сте геймери вие генерално, дали Сигурно не. не знам, Dark Souls на пример, Не сум играл. не Сум играл Dota, Ќе ти Red објаснам Dead, ја GTA, шо геймер сум ја. Окей. Од 83-та геймер. Добро да не му врска. FIFA. Добро, ништо. Знаем. Во кратки црти, WoW. во кратки црти, Dark Souls и тие Souls-like игрите се генерално тешки, важат за тешки игри и начинот на кој што играта те блокира да не отидеш натаму е ќе стави тешки непријатели натаму, ќе трнеш натаму, ќе ту тепаат, ќе се вратиш, ќе речеш па не сум требал таму да идам, и идеш на друго место. Аха. После некој време ќе доам па. Да. Која ќе Јасно, повисок Која левел ќе се биде? таму лошите, не си Така. достоен. така. Кога ќе ту тепаат, ќе ти стане појасно зашто ту тепале. Да. Што ти фали? И сепак пробуваме да те насочиме ние во нашата игра. Океј, ово е првото, затоа што право кој ќе искочиш од туторијал зоната, право во дел тој треба да го чистиш прво. Јас. Прво тој дел треба да го решиш, после на другите идеш. А причата на карактерот што е како се Причата наоѓа на он да карактерот, тргне. почетокот на играта почнува Ај со знаеме има 3 делови. Ликот Да. што го играш. почетокот на играта се пробудуваш во Ето. онаков голем сад полн со течност и има Матрикс. Да, и таков паѓаш и не ти јасно кај си, не ти јасно што си, само едно воки-токи ти прави муавет. Ајде стани, имаме една работа да На завршиме. македонски брзо. избори? Не, на англиски е за жал. Да, на Steam, ствари текстот. интернационално. Да, интернационално ни е главно. Така, публиката. така. Сака да продае Јасно, игрица, јасно, јасно, сака јасно. ја продае на 5 души во Македонија. Да. Сака да ја продава што ти е. Не, шала на страна имавме доста поддршки од И воки-токито ти македонските вика играчи. те води сте. Воки-токито ти вика, јас сум мана, искаче од бункеров, треба да решиме на работа, искачаш надвор, дознаеш кога почнува воки-токива си прави муавет со генералот на војската и генералот вика, бе слушај, не можеме да влеземе у градот, од надзорните ни кажуваат дека ако не успееме да средиме работа за следна една недела, ќе пуштиме јаката големата одгоре. И имаш една недела во која што треба да сватиш како да Ти си да го решиш последната проблема. надеж. Ти си последната надеж на градот. Ако не направиш ништо од тие 7 дена, нуклеарка пука и почињеш Со од се почеток. Има момент у игрицата кај што можеш да го преживееш тоа. Да те срамне нуклеарката. Има, да, има повеќе краеви играта и некои од тие краеви можеш да Ти избегаш истекло од времето. градот, можеш да направиш. Значи да, основниот ендинг што го добиваат сите првиот пат е најчесто пука нуклеарката те убил. И толку ти ве гейм овер. Ајде Леле, назад. Терминатор 2 филм е. Многу Так. ми звучи слично ова на филм праење. До некаде веројатно слично. Не ја правено филм, ама веројатно има Многу допирни точки. Сепак мораш да имаш такви тука ова се случува, тука ова се случува. Да, бе, Мораш да имаш storyline. повеќе битс, Како game си bits. каше оној Кој? Resident Evil. Да. Такво ми е. Такво ми е. Па филмот е од Кој- игрицата. Филмот Да, од играта, да. прво е игрицата, после па затоа ми се многу Како многу не е, бе, блиску двете работи. Да. Па Red Dead како филм да гледаше бе. Онаа првата што излезе. Е adventure стайл, ја таа. На крај тој умре, син му и што збори игра, чекај. Се поврза со ликот. Да Да. фати некој добар геймер, ама нема појма Мгм. за сторилајнот за ништо. Онака си ја гледа на Steam, искусен играче, све тоа му е јасно, бла бла бла. И поентата му е да ја
завршиш што побрзо. Не му е многу да истражува. Мораш да истражуваш, играта бара да Секако. истражуваш. Окей. И ако не За колку истражуваш, време ќе ја завршиш? ако не истражуваш, нема да ги најдеш journal entries, нема да знаеш што треба да направиш. нема не да ја завршиш. Тоа, Нема апгрейди. Окей. Да, сиш нема да имаш апгрейди, ќе бидеш Добро, слаб. тоа е уникатноста на вашата игра. Да, до некаде. Окей, супер. И добар е човеков за колку ќе ја заврши. Многу зависи. Многу зависи што ќе најде, многу зависи кај ќе отиде прво, многу работи зависи. Пример, рейндж дај ми. Ајме, немам по 20 сати нагоре најверојатно, ама зборувам. Тоа е многу. 20 Но мораш сата геймплей има. Имаш мапа 8 км на 8 км што треба да претражиш. Сигурно ќе ти треба доста долго време. Тоа е долга игрица. 6-4 игра. квадратни километри. Така му доаѓа, да. Да. Не мораш, Вистински види. 6-4, не е... плюс минус. Еве и Ај, се преку, некаш. преку мостов, жуп, магично ми скративте 3 километра. нема така. Ама не е многу. Ама е голема мапа. Треба да истражуваш од, значи на север го имаме од Шаир, Што населби има стварно? еве тоа, од Шаир до подножието на Водно, аеродром, мислам дека иде до границата со Ново Лисиче и источно е до Карпош 1. Абе си ги ставивте зградите кај што живеете. Чекај, што од вистинската мапа на Скопје од аспект на инфраструктура ви е ископирано as is? Булевари, улици, лејаут. Лејаутот на улиците е 1:2. Значи целиот град е 1:2. Вистинскиот со Аха. со нашата. Така што Буквално, вака како го гледам јас Скопје, и Линденска, Партизанска, Кочо, ако ја Мочо. ставиш мапата шлак. од играта и ја ставиш над Google Maps, на пример, ќе видиш дека е истиот лејаут е на улиците. Сега. И во Unity вие на Scene Builderот Да, го билдате апла по Да, булевар, да, по да, булевар, блок. така. Сега, разликите тука се што не се истите згради, не се истите, мислам, некои се имате. има исти, Неколку има. значителни има, да. Значи, Да си значителните, препознаеш апла. најпрепознатливите згради, гледавме да ги префрлиме, ама некои се окей, на тоа место има куки, окей, ние имаме бруталистички куки, наредено е таму Да, дел да, со шо, куки, нема бруталистички веќе, да. во ред. Ама сите што се, не знам, студентскиот дом Гоце е истиот, МТВ, Влада собрание, какви не. мислам дека Влади собрание ги немаме. Плоштад. Плоштадот е специјален случај во играта, таму има една огромна кула Место споменикат? во центар. Нема ни споменик, не изгледа баш на плоштадот. Вие окей. си знаете од мапата, така е тоа. А Да, ама мостовите? Вардар, мостови? Да, ги имаме. Мостовите ги имаме. Не изгледаат сите идентично, повторно, нели? Ама Се има пак- делови кај што ќе ти знаеш Да, дека. мислам дека мене барам најпрепознатлив ми изгледа делот кога водиш комплексот на банки и возиш према железничката. Тој дел кога Мгм, возиш, многу мгм. ми изгледа. Баш вака изгледа. Леле, колку ја. Ама ги има и комплексот банки ги има. Ете, железничката е таков важен, да кажам, дел. И па продолжение што би било? 2030 како се вика, Не знаеш што би било. со демодерна архитектура. имаме хидрометеоролошкиот завод и до него можеш да стигнеш. Касарна имаме стаено, нели. Благи везе нема со вистинска, да, касарна на тоа место. И единствен тоа е начин на многу движење јако, е автобусот. што има цела мапа. Автобусот е најдобриот начин на движење, можеш и пешки да идеш. Ама со Кола автобусот дрпаш некој, немаш, некој стокец. нема други работи, немаме стаено да се возат. Too much work. Too much work. По некој апдејти, например, Најголемиот проблем Ствари се од губи девелопмент страната ни беше предизвикува мултиплеер што имаме во играта додаено, мултиплеер беше. мултиплеер има. Да, можеш да Како? играш четворица играчи заедно. Онлайн сме, Тимски. Онлайн тимски, да. идеме ние четворица у напад против лошите. Да, Аркейд, кој на времето. шар. Не знаев Тоа е јас лудило, ова, бе. Тоа е еден голем дел од причината зашто играта толку долго 4 време години се ја правеше, да, затоа што кога решивме, окей, мултиплеер ќе правиме, окей, што треба да направиме мултиплеер? Треба непријателите да ги направиме мултиплеер, окей. Како ќе ги направиме непријателите да бидат мултиплеер? Па одново направи ги и толку. Фак. Не се правиш од нула за да За работи мулти? мултиплеер. Чекај, маце, многу е комплицирано ова. Е. Игрицата вози на секој PC поединечно. Немате серверски вие ништо. Е peer to peer,
еден од вас хоста и тој е како сервер и со него се закачувате и сите играат А на мора, тој иначе сейф. како? Нема. Нема така. Како мора ги синхронизираш акциите? Да. А network latency и чуда? Има network latency, има добра игра, нема ништо страшно не е генерално. Значи Не е еден ја компетитивна вози, игра. еден Да, да, мора да. да ја вози, светот да го вози еден. Да. И овие се синкаат со други. Аха, окей. Мгм. Еден е уствари Еден е као хост. хостот. Да. Да. И он и уште тројца може да му се џојнат. Мгм. Леле, колку е Добро е јако тоа, тоа. И си И брка него сега, тие други тројца, кои други тројца карактери во играта се тие? И па главниот карактер се вика пионерот, кога ќе дојат четворица, се четворица пионери. Аха, Сите се безимени карактери, Истиот само со лик, различна различна боја, блуза, боја, да. окей. Сите Плав, се- розев, црвен, жут, тоа е тоа. 4 различни бои се, да. Имаш негде огледало стакло и за да се изрендерираш себе си, да се видиш како личиш? Немаш момент сам. Може да си познаеш по рацете, зашто рацете секогаш сите Добро, тука, ама само раце, ама ракавиците. вака Не, рендер на карактерот? освен ако не те кутнат да паднеш на земја, тогаш иде од трето лице играта, да ти покажува како си на земја и како И имаш модел за себе, Има, на има, нешто има. личиш. има. Ама не може да се видиш генерално, нема. Или пак кога ќе ти дојде мултиплеерот, кога ќе ти дојде другиот. Од другите играчи ги гледаш, Да, да. бе, значи- Другите ги гледаш, тебе само не можеш да се видиш. Јасно. Не е third person мака. А мултиплеер да. нема не е она сега сите идеме заедно, мора да сме на исто место. Јас си бркам работата. Можете со двоите, генерално проблем е само со перформанс игра. Пошто нели ако различни делови од светот Појаки се се криповите лоуднати, што ќе ве тепат. поспоро иде играта на хостот. Зашто треба да симулира повеќе непријатели. Разбираш, ако не ви се јаки компјутерите, ќе имате малце полно висок FPS. Абе, Тоа ти е ко на тој едниот Тоа онја хост. 4 игри возат Така. паралелно, Да, сваѓаш. Така Да. што И тој треба компјутер да има баш Тој. подобро. тој со компјутерот да биде тој. Да. Кои се и тоа е исто одлука у некој момент да решите за кои платформи да ја правите, дали да е PC, дали да е PlayStation, дали да е Xbox, бла бла бла. PC беше како straightforward опцијата. Од што тоа ви е познато од порано или ималце Најлесно е за развој. Да? Затоа што е сепак кликаш play, ти работи играта. Ако работи тука, ќе работи после билд. Нема да имаш проблем. А сега за PlayStation треба да имаш уред специјален, треба да имаш не можеш ти девелопмент е полесен. мораш да биде development kit од Sony да земеш, од Xbox, од што и да е, така што Па за джойстик да е playable, па. играта е playable за джойстик. Ама не е ама толку. да. Не е тоа страшно? Keyboard input, Не. бум, окей, ќе го учиташ. Имаат, Ја- има и за тоа. Имаат направено, Има има- проблем, И има на и со PC тоа он проблем. можеш джойстик да уклучиш, така? Да, може. Така гледаш, он ги Сори, да. Ние ги имаме мапира направено, и keyboard ние имаме input-а, да. направено, него работата што сите овие платформи имаат огромна листа од правила кои што треба играта да, Да. ти ги почитува за да биде оваква. И тоа е процес кој што ти спремаш пример верзија од играта, ја праќаш на Sony или на Microsoft и они ја проверуваат играта и гледаат дали сите тие работи што се пишани у нивниот список е чек, и тоа знае да трае недели за да ти одобрат играта за да пробаат, за да видат дали сите работи што дали се исполнети сите услови. Абе, ко На на App Store да ставиш или на Play Store апликација? Ама Ама многу ова е е по... седум Не, левела. сега имаш крос-платформ, По- овакво можеш да девелопираш. Поригорозни се. Ова е многу Овие се позебано, многу поригорозни. Да, многу позебано. И кој е моментот кога тоа е, немаме више, иде играта, и лайв. Се клика, Стварно, да. се клика дугми момент, we are live, тоа е. Можеш да го направиш, Чекаме. можеш да го кликнеш, ама мислам дека автоматски го имавме на место, но Кај вас играта ни како беше, мислам, Кај нас беше У реалност. ништо, работевме четвртата година заоѓа. Да, работевме последниве 4 недели, бевме ден ноќ пиење 5 сати, и ајде чек, сега шо има денес за работа и за да се последните зашто си работи, дадовте некој дедлайн? па за мораше да паблиш? биде паблишната играта, да. Аха. Тоа беше као голем проблем, сега проблем, за да можеш луѓе да ти бидат спремни да чекаат играта кога ќе искочи, мораш да имаш објавено релиз дет на играта пред време. Да, да. Е, Да, па приордер ако сака некој. А, Приордер вие немаме. објавувате релиз дейта, не ви е Релиз дейта, готова? Па да. Ама така.
Колку напред Така е. релиз дейци Не, давте? види, не дека имавме еден месец од објавата до релисот. Ама го знаеш близко е беше се. Да, ама беше не дека не беше готова играта, ама имаше проблеми некои што Координат мораше да се никнуваат пожари еден тон, така? реши. Да. Обично. Па ја те разбрав тоа дека прашуваш као ти кога нешто работиш, можеш до бесконечност да го работиш, Да. у одреден момент Така, треба да. да пресечеш. It's life. Заеби, што е направено? Да, знам дека има ваму 5 бага, тука заборавивме да. У еден момент мора да пресечеш, сега ја Па тоа, кога ја пуштат како иде за народот? Или тоа си беше скеджул? и правам Schedule беше, build, и правам deploy и Да, publish. да, лудо не заборавам. Тој момент како се случи? Лудо и не заборавно. Зашто, Ништо. што беше? Абе, последните X недели беше ете тоа. Секој ден ајде ова поправи, ајде поправи билд. Ајде после билд тестирање, па ова да сме го поправиле сме заебале вдека. Океј, ајде се, ај тоа. Као Рубикова коцка Па- у пичку. Па тоа е. Development. И game development особено заебана работа, пипава работа, тоа е. У тој момент веќе Репетитивно. колку луѓе сте? 6 луѓе. 6 луѓе. На крајот бевме 6 луѓе. Ај распредели ми ги обврските на секој поединечно. Артист, главен артист, VFX артист, кој што освен Артист е VFX, тој што ќе моделира. да речеме, да. Рендер, значи, текстури. во текот на девелопментот неколку години предходно имавме артист кој што беше моделер. Аха. Тогаш бевме 7 луѓе. Ама Добре. кога више се направија сите модели, кога генерално немаше толку, окей. после више немавме моделер. И понатаму стана артист кој што и дае треба да рече, да го види, да рече, окей, ова добро изгледа или не изгледа добро, или ова треба да се Добро. смени, или ќе направи промените и што и дае. VFX артист е VFX е визуелни ефекти, генерално, кој што партикл системи, како чадот кој искача, огин, експлозив, оружјата, шудар. како ќе ти пукаат, Сите тие ефекти, да, ма тој ни помагаше и за редење на градот. Така што голем дел од Така. редењето од градот го правеше истиот човек. Аудио инженер, кој што работеше на звуци, гейм дизајнер и двајца програмери. Гейм дизајнер е тој што определува, ете, играта вака треба да се балансира, овие оружја треба да се појаки, ова треба да е Таму стајте го послабо, тоа, таму тоа ставаме тој одека, ова квестот. да, така, Тоа тоа е- е гейм дизајнер. Тоа е као режисер, директор Да речеме, паралела најблиското нешто е, да, Да. најверојатно тоа. и И двајца рече- програмери. Јас програмери. бев еден од нив. ти Да. си програмерот. Јас сум програмерот. Еден од 20. Еден од двајцата. Да. Јас сум од почетокот на проектот до сега. Имавме во текот на развојот имавме уште тројца програмери. Првите 2 години, усредне не првите 2 години. Да, првата година и пол имаше еден, после тоа имавме друг и на крај последните 3 години имаме следен програмер. Не дека не ќе да Втор. имускратам на овакво на придонесот и на другиве, ама некако од програмерска сочувствувам поише на вас као двајцата програмери, зашто ми личи ко грото од работата на вас уствари да паѓа. Знаеш, работата од други места паѓа работа кај Па нас. тоа, на тоа мислев, Се да. прелева кај Се вас. прелева. Дизајнерот го решил тоа, артистот го решил тоа, Да. и ама се што они кажат, некој мора да го направи. Тоа М, правењето Да. е девелоперот. Вистина. Сега Сега, не се љутете другите М. дечки, ама различно, секата едноставно е различно, тоа е, не е. Перформанси, зашо се лоши перформансите? Рендерингот не е нешто. Споре наределе многу ефекти, ма сега ја треба да го решам. да. Не ги другата, сега нели? Вие Индиректно. немате онаков dedicated QA, например, некој Не. што го ја игра нон-стоп и само пријавува багови. Дизајнерот, нашиот дизајнер, Он е тој- е тој што на крај го ја превзема таа улога за QA. Он као штиклира и ја прувнува, ова е Да. добро, више не го чепкајте, чаир, не го чепкајте, окей е. Да, така. Негово е последното апрувал. Да. Абе, ако ја Така вадите, ради релиз дейтот, ми кажа next кликнавте копче.
Не кликнавме, не, Release schedule date, беше. schedule. Не, бе, schedule беше закачена, беше играта Тој, ден тој предходно, 2 и дена предходно. countdown што Две се- дена предходно, секој ден предходно имавме закачуване на нови верзии, таа последната беше таа. Вие така идете. Па истата платформа ја користиме и за ние да тестираме, закачуваме билд, играме. Кај се прави маркетингот? Кај се објавува дека ќе биде играта? Како да знаат луѓето дека ќе има? Маркетингот е обично обврска на издавачот. Ние На Steam ли се тие работи, па тие луѓе таа На- заедница на различни знае? Име ко Play Store. Steam како Play Store на различни места се случува таа работа. да, до таму се до тамота нели ко платформа за Бевме 2 пати на големи сајми за видеоигри, на PAX, Таму си ја PAX East, презентираш? PAX West, да, тие бевме, кај се тие бевме- кај е тој? едниот Европа? е во Америка беа овие двата, едниот се случуваше во Бостон, другиот беше во Сиетл. И идеш таму, што се дешава? Има огромен Памфлет, штанд во. за твојот издавач, има огромен штанд и огромен Демо да штанд. играш можеш? Неги другото имаше демо, да, така. Повечно со демо приказ и да ти Кога работи. беше ова? Колку ви беше испеглана до тогаш? 2023-2024 тој дел ни беше испеглано првичниот дел, значи како туторијал зоната Аха. и туторијал зоната практично. Јасно. Беше затоа што Оние првите 5 минути што првите ги 10 на минути, 15 минути, зашто како ќе изгледа устари? затоа што нели, ако имаш повеќе луѓе што сакаат да пробаат играта и нели, мораш да имаш Јасно, јасно, јасно. да си вртат луѓе, не можеш да ги остеш да играат до години. И сега мора да кажеме и дека визуелниот ефект, како личи, не е како на пример у последно време оние Пререалистични. фотореалистични. Мене тоа ми се игри, свија, што за тоа го ме врати Да. назад. Повеќе не би рекол цртан филм, како се вика тој тип на анимација? Триповски карсин. Браво, оригинал. Стриповски, Да. ко 300 Тоа е филмот, тоа го. кој има Nailed it. ефекти стриповски. Така. Тоа е очигледна дизајн одлука. Тоа е дизајн одлука која што е направена многу рано во развојот, што од стартот рековме сакаме да направиме нешто што се двои, што не изгледа на просечните денешни игри, нешто што ќе биде глупо да кажам, но колку што може повеќе безвременски. Зошто? Затоа што игра ако пробаш денеска од пред 5 години, ја споредиш што денешна игра која што и двете гледа. се пробуваат да бидат ултра реалистични. Така, таа пред 5 години губи се. Очигледно ја губи. Одма ја Очигледно ја гледаш, ја гледаш дека губи. Така. Ама ако пробаш стилизирана игра од пред 5 Мгм. години и стилизирана игра Така е. денес, не е толку голема разликата. По безвременски е стилизирано него не стилизирано. И морам да кажам дека многу долго време посветивме и на тоа да го добиеме тој дизајн во енџинот, да значи пробавме милиарда опции за дека дојдеме до моменталниот изглед и моменталниот стил. Експериментиравме со многу работи, некои беа лоши на перформанси, некои беа подобри на перформанси, некои не ни се свигаше како изгледаат. Ама на крај успеавме да го добиеме тоа што сакаме. Како решавате за каков минимум requirement списи да ја правите? Оти вие ја почињате 2021 таму, 19. кај што имаш тотално други перформанси на компјутери, за Да, 5 години е стварно. друго. Додека програмирате вие компјутериве перформансот расте, како оди тој аспект? Генерално ние, и гледам дека голем дел од девелоперите справат нешто многу слично, едноставно само ја прават играта, доека им работи убаво на нивните писиња, доека работат на неиз. Ама на своите development на машини. своите девелопмент машини, кои што се оптимално просечни или надпросечни геймерски машини. Затоа што енџинот сам по себе, додека работиш на играта, си јаде плюс перформанси, ама ако таму ти работи доволно добро, ќе работи доволно Без добро. тој overhead би Без била тоа overhead би окей. било до сега. Повторно има момент кај што треба да седнеш и да оптимизираш и да речеш окей, ова зима премногу, ова зима премногу, ова зима премногу, како да ги направиме овие работи да бидат побрзо да работат, за играта да работи помазно. И тоа е процедура. Ја тоа највише би уживал. Тоа ми е Да те по дај. професија тоа работа. Така, да те ставиме да Каде, решаваш каде, кој дел гори од перформансот, нешто. каде е ботлнекот на I.O. ли губиме Да, мемори, да, GPU-то јаде, не јаде, зашто, врати се. Ама тоа е опасно, ти кола пресечеш. Ти можеш да оптимизираш Оптимизирај. до бесконечност. Оптимизирај.
После може апдейт оди. Да, може да апдейти, да. Ај па ти Мислам, без ќе време пуштиш што играта со некој перформанс кој што е доволно добар и понатаму ќе апдейтираш. И како видеше продажба Мислам, кога ја објавивте? Што ја објавија сега пред колку беше? 7 ноември објавена на играта. Е, па Така што добро, 3 недели. недели. Месеци нешто. Добро, Дори скоро. првиот обична игра која се издава, првите неколку денови највеќе се продаде, понатаму почнува малце да опаѓа. Делумно сигурно и аспектот на тоа дека не е искуство кое што ги води играчите како други игри, исто има импакт од тоа како се продава и у ревјуси сите тие работи. Ама Дали сте вие не знам. задоволни? м, И очекувањата кои би? не знаеш како не влеговме со премногу Не, специфични очекувања. Некакви сте имале. Имале Очекувам некакви, добро, ама лошо, горе. Немавме конкретни очекувања. Не знам како да кажам. Очекувањата беа не знаеме што да очекуваме. Да. Ете. Ете така. Какви се обврските со издавачот сега што го превземал ова? Дека вие у наводници останувате без работа у моментот кога игрицата е издадена. Да, Нивните обврски Да, завршиле, имаш продукт. вашите Некаде- обврски завршиле, како понатака? до некаде е на тој начин. Ама да, од нив финансиите се тие што се, колку сме се договориле, толку биле. Сега останува играта ли да продаде доволно за да можеме да продолжиме да работиме на нови игри или да наоѓаме друго чар. Нова игра, нов проект. Да, може би тоа. Други игри Или или, да други игри. продолжите на оваа со апдейти? И едното и другото се опции. Се е тоа Се е опција. Е опција на крај опција. и си го преговарате со издавач. Да. И до кога ќе знаете? Или нема? Не знам. Пример до не знам, до март. Не можеме да го знаеме тоа. Некои квартали, мартали. Не можеме. Мислам, Ние сме мала фирма. Јасно, ама вие партнерите дали го бараат тоа од вас? Не барат. Издавачите. Не. Они немаат конкретно очекување, немале конкретно волку треба да У такви ко вас биде, уложиле тоа- пример што 5 паралелно, да речем. Да, да. Мора 500 да уложи. И една Не ќе експлодира. толку, ама да. Не е Да. до толку голем нашиот издавач. Аха. Мислам, инвестира. Така се станува голем се, не, некој ќе пукне се, некој вистина. од кај знае. Што е нивната стратегија за ширење на зборот за игрица? До сега, мислам дека највеќе оно што го направија беше на IGN го имаше трейлерот на играта. Окей. И релиз дейтот трейлерот и на крај релиз трейлерот. Тие две работи беа на IGN. Со нека тоа им беше од нивна страна најголемиот дел и нели PR што прават тогаш пример кога се објавува релиз дейт објавуваат праќаат по сите медиуми што се за игри. А како оди сега, на која е таа одговорност, на пример, да стапи у контакт со некој од овие стримериве? Тоа би требало издавачот да го прави. Зашто И да тоа е начекате промоција. некој многу јак на бе, што Тоа стрима. е новото бе. Да, бе, тоа Twitch што прават, што Twitch, стримаат да. играчи. Новото пред 10 Да. години. новото промоција на игри. Ама не, ја мислам дека тоа може ненормален Може бум ќе да избусти направи играта, ако реално. успееш. Може да. Тоа ти е ко со инфлуенсер, ко да Баш, си да бе, направиш дил со Рики Роки. да бе, јасно бе, Да, јасно. Сваќаш шири. Да. Некој наш што игра? Мгм. Шо Да, да. има- Не мора наш, зашто некој Види, ама, светски познат Имаше од кај нас неколку дечки што игра. твичер, Така што со- ќе иде ќе ја Twitch. стрима на YouTube, ќе го гледаат 10 милиона. Сваќаш, има Јасно, такви јасно. бе ги гледаат по Ако не бе- милионски и тоа у лайв го гледа Така како многу игра. јако гледаат како луѓе играат игри. Да, ими у милиони се бројат. Се прават такви дилови у таа сфера? Се прават, да. Се прават. Зависи Ама- кој како веројатно. Нашивија Ама се прави. игра, мислам, Имаше е некој од кај договорено. нас. Чисто е Да, македонска да. игра да земе. Тие што ги знаевме дека имаат или дека сакаат да играат или претходно што има стримано демото, им рековме дечки, еве клучеви играте. Им реков, фала ви толку. Има прегледи и нешто како бе. Колку за ке нас прегледи, колку што може да се има толку. Ама бевте и Е. кај овие кај Гораст. И он ве збореше? Ве видов и кај Да. него? ГГМК. Да. Да, бевте и кај Гораст. А што беше пред тоа некој Game Fest, нешто што имавме сега пред некоја недела? Ја така ве дознав уствари. Ти Home некој кој организираш или наше? Ајде, Не, не Ајде. Тихом.
Ајде Геймфест имаш. Ама бевте, не вие немате Немавме врска штам, со не, ајде не, не. На Game Fest. Game Fest е као надпревар во игра, валјда неколку игри. Game Festival. Повеќе работи има на фестивалот. Аха. Се случуваат надпревари повеќе. Промоција на Меѓу нови другото. игри, нешто или Тоа се не имаше баш? случај, тоа со промоција на нови игри се имаше случувано пред неколку години, оваа година го немаш, мислам дека пред 2 години имаше. Ама вие немате Океј. врска со Game Нема, Fest. немавме баш. Па мене изгледа ми Океј. се испомешале. Ја у исто време гледав дека се случува Game Fest Аха. и после искочи на Гораст епизода кај што Мгм. видов Скопје 83. И Аха. мислам дека и дебели гикови ве спомнаа негде ве шернаа Мгм. и така ми искочивте на мене у присуство. Аха. Ама гледаш, јас сум си поврзал, јас сум си поврзал дека вие уствари као некоја од локалниве наши Game Festoви сте ги искористи, ама нема врска. Не. Не, Гораст само си знаел дека вие си имате релиз дейт, ве начекал и Да, така, се- така уствари се ве знае. збореше. он. Гораз е еден од гласовите во играта, пата. Да. Гораст имавме македонски актери користевме за гласовите браво. и тоа ете исто дел кој што требаше да го направиме. Па кажи повеќе за тоа. Имаме, Игор Джамбазов е еден од гласовите. Песната си Наташа стои во Петковска. играта. Како Игра, на трейлерот? да, на Тоа вајда треба нешто копирајтово, Гораст. оно. Па ете им дал. Да? Бил се Така? потпишал Прашавме и човекот. рече Да. важил. Да, окей, бе, моја фала ви, песна, фала ви живее. многу. Да. И што требаше да го донесете у студио, ај сега Да, збори, да, снимај. да, се тоа. За жал, Реакции. за жал не присуствував на тој дел, ама да, нашиот дизајнер, гейм дизајнер го прави. Го имаме Джамбазов у игрица, колку јако е. Го има, да. Изборува од време на време. Кој ќе бидеш у таа неговата зона. Ама тоа валјда ги викате, ние ги викате тие неколку луѓе, у еден ден имаат диалози нешто, ги снимат и после вие ги користите тие. Генерално е така, да. Тоа што за главниот лик повеќе пати мораш да го снимаме истото. Ама добро, Гора што нели многу рака текст знаел до. Да, бе, да. Што На ми ги што дрибна. геймер си ти? Ау. Да бе, стварно што Што игри тип играш? на геймер си? Ја порано играв многу различни игри. Јас сум тип на геймер што игра само една игра, мултиплеер што Која? со поише. Overwatch играм во моментот. Немам појма. Еден период. Што е таа? Overwatch? Не Ја сме мислам геймер. како Дота ќе ми кажеш познато. Ке ти обја... Overwatch е позната колку Dota, не знам, само first person shooter, MOBA е практично. Да беше познат, ќе знае. Не. Од Blizzard е играта. Добро. Blizzard Blizzard Entertainment, First имаш Shooting ли направиле? Мола? Да. Знаеш Blizzard Blizzard е компанијата, така? да бе, Да, бе, Warcraft, Blizzard, јас да. Е па супер, е па најновата игра на Blizzard е Overwatch. Аха. Ама Колку ова е нова? Overwatch 2 е сега, Кецот беше пред 10 години. Што е толку Ништо, обземачка од Ама- таа за само таа да ја играш? Мислам дека генерално е момент кај што од друштвен момент, кај што ти си Екипа. играј да играм со екипа толку. Да, не дека онлайн? Да, така. Другар ти дома, ти дома. Да. А, Иначе окей, не знам, окей. освен тоа се повеќе играм Ко онакви дете како навлагаш у светов на игри, бе. Да, врати ме у детство, ја Зашо? тоа А, сакам у да детство, дознам. не знам. 92-ра си роден, треба компјутер, Да, тогаш окей, условно имамка. ја- Вие сте близко 486. генерација. Да бе, јас сум Да. 91. Значи, Истите игри ги имат играни. Оние Dove, Prince of Persia, првата, Не е тоа Prince of Persia првата. со белото. Кога Не кога знам нема која фаца. прва, ја кога сум играл Prince of Persia, ти На не си бил роден. 486 е. На тие играв јас. 95-та година, 94-та. Е. У Ново Лисиче живеев тоа што е. Знам, ама човек, ја имам играно пред да си роден ти Prince of Е, па, Persia. добро, Како бе, ја су- Prince of Па, Persia? Бело. У бело е белиот, облечен? бело, Бе, да. секогаш е убело, убело. Као со косица, па добро. Пикселизирано. 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 Добро, може Да, да имаме истото. така. Да. Може Како истото да правиш? сте играле, да. Окей, Со еден добро. мач, па Ајде. имаше едни такви со капи и само вака правеа. Да. Ако те таа Не е. Ќе знам. се наденеш на боците, Да. тако не. Па на питокот тонг 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 тонг. Аха. Дали е добриот или не е добриот? Многу години била актуелна таа, бе, човек. Ти кога си ја играл таа? Еј, порано многу 90. помалци игри искачаат. Човек, колку игри искачале за 286? Абе, 91 си роден, кога си ја играл? 94-та, 5-та, брат ми играл, сум го И што гледал. на 4 години? На 4-5 Е, сум па ја за играл. тоа, Сум добро, пробувал за да тоа. играм, не сум знаел. Добро, Онаа- ја текна онаа 10. Dove. Еј, тој период Дове- не искачаат многу игри, така што Што беше дове? Со лижавчето кога скокаш на тие такви, па теа тек 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 ти Не ја правиш. знам таа. не Не ја знам. знам.
Нема, значи ти си Од тие игри, вајде. таа генерација. Што Јас сум играш ти? 92-ра, ја играм, не знам, Half-Life, окей, стандард. Half-Life е 2000-тите, човек. Па добро, па јас у 2000-та сум имал 8 години. Најрана меморија која ти е од Да. игрица? Имаше на The Incredible Machine. Како Редиш поиша работи, се логичка беше, да. Таа имав игра. Која, ама таа имаше Кец, двојка, Е, тројка. сега не знам која. Вајда кесот беше. Еј, многу таа, знаеш ли? Не, имаше една Monkey Island. Не, таа беше логичка. adventure. Да. Да, Ама не ја игра имам со карактер, него со мал point and click беше само. Да. Да, бе, point and click adventure, И- така се викаат тие, да. Таа е legendary. Таа Таа е многу е. legendary, таа не сум Е, таа stand the test of time. Таа е... Сега да ја пуштиш, мислам Да, да. ќе стои. Ја играв пред некоја година, баш имав чуено, нека бе, фајде да видим што игра, и супер. Супер, се држи. Вие имате седиња генерација на чекано. Да, бе. И флопи, И флопиња. флопиња. Во малите. Значи, пола мегабајт. Од 286-ка Да. почињам ја, Е, па Ја од 4. на Од 4 Црнобел, со 2 DOS. мегабајти RAM. И На DOS, да. И на... Да се плаво, тој так, Не, плава позадина. Не, тоа ти е више Norton Commander, тоа е више која имаш табеларно. Не, DOS е само команд, е само трепка C и то. Ај тоа го знам, да. Да. Крос. Create тоа- directory, да идеш. Да. И флопи, ама меките флопи, 5-инчните, оние А, не како големите? хартија што беа, да, тие беа 500 килобајти. Ај. 500 килобајт, пола мега. М. И Принц Перша си ја собираше на таа. Да. И ти крак и бутира она од замисли. Принц Од каде? Перша е на 500 килобајти. Ај замисли сега. Ја Ова е. милм кој све не ги изглуми. За шкрапалото на пушката сигурно ви е пола мега да го изрендерирате на Оје. Кој пола поише. Леле, мега шкрапало. тоа било оптимизирано програмирање. Да, но добро. Вистина. Ама На ти не 500 дека, килобајти Принц of Persia. И by the way, Принц of Persia е више advanced. Advanced е, да. Рипнавме години, ја пред тоа Punk. беше добро са ти понг. Ама добро, таа е Формула флипер. имаше една формула, Да. флипери, пинбол, Кен, Флип. аркадна. Кен Да, беше, Commander што ја Ken. памтиш? Да, да. Како се Командер пишу? Кен ја памтиш? Да. Браво, царци е! Ја ми играм. Која беше? Командер Кен, како Марио е, таква аркадна, имаш не. човече и рипаш, наоѓаш, А пукаш. Bubble Trouble оние што плюка еди Да, те на флипери што ги имаш. Да, ги памтиш. Ама имаш и една, ја немаше на флипери, само на компјутер беше. Bubble Trouble мислам се викаше. Со јажиња која траша пукаш? Не, Не, таа е друга. таа оние три бои, па пукаш, па тоа пукаш, па ти се спушта, не, таа е исто флипер. М. Оваа беше слична на Snowbros. Snowbros, Да. се сеќавате Snowbros Да. на флипери? Да. Ова е Добро, да. слична, отвара уста тоа, такво е малечко, прави како балон, го заробува и уште еден треба пукне за го убие. И нели, слична бе Snowbros тип. Таа се сеќавам игравме многу и моеше двајца. И ја играв пример АСД. Да. Двајцата статура. Да, и еден игра на Најмој. стрелки кез 2. И не ти работат најчесто. Скок пук. Няма везе. Јас сум АСД тука и вака играме двајца. Иди горе ти. Е за тоа кога кажа може мултиплеер, најако е ко порано. Идеме Да. напад двајца, Да, два на да. други лошите. М. Мене зашто ми е прв мултиплеер на модем, значи оние Мгм. на модем FIFA, ама FIFA 98, Да, FIFA ја на 98. Беше моја прва што можела ја од дома и другар од дома Ој, многу рано е тоа. да се бе. поврземе модемски. Чи Да. тоа е ко на телефон да се врзеш. Да. Те? На Ако крене модем некој ти да играш. играме и еден против друг играме FIFA. Тоа беше револуција, прва средно бев ја. Леле. 98 на Многу модем. рано, бе. На Да. модем се поврзуваме мултиплеер. И од прилика Ујаки. тогаш, зашто ми беше целиот муабет, за првото целосно обземање со игрица. Кога ти го Со почне која? животот да ти го обземе, кога почиња ти се мешаа реалноста, мене ми се има губено реалноста. Со која? Тиф. Добре. Игрица Ја имаат Тиф. зборено на Да, неамир. да, да. Тиф. Као Првата. крадец. Првата Да, Тиф, ти си крадец. Мгм. Таа беше прва онаква, како што се вика, да избега од мора да пука, што поише. Не, ова беше не. Нема пукање, Со памет. нема
Поентата е што помалце да убиваш. Ако тргнеш да убиваш, готото у тепа, имаш ти едно стрелче, ако не го погодиш директор срца, гото, тој пом-пом. Да. Таа сум чекал, значи ова ми е сеќавањето, доаѓа летен распуст. Ова е од времето кога почнав со лист за тренинг што ќе тренирам, ама баскет годините. Аха. Стани у 7, пола саат джог, саат време на кош, шут тренинг. И заслужено играње 2 И сата. у 8 да си дојдам, доручек и у 8:30 и стои тоа вака на планот за денот и у 8:30 бам, ролетни спуштен, све темно и таа беше страшна, имаше хорор Со музичен? елементи. М. Не знам, доручек. Губење, Да. Доручек. Добро, по скеджула, кој е добро. И поентата е што ко ќе искочев после надворот и пак е по скеджул, баскету мало, ко ќе искочев од влез, ја мислев дека сум карактерот у игрицата. Така се глајдов некако низ мало, вака одиш и како да не чекориш, вака како да се глајдаш низ мало. И тоа со тие графики од тоа време. Тоа ми Добро. беше Тифен, прво добра графика. За времето. Па бе. видеом прва средно имал 15 години. Тоа е ако си 80. значи ја 98 упишав, ама Thief веќе 99 2000 ако не. Да. Негде таму е. За тоа време добра графика има. Тако беше Immersive Sim таа, така. Има еден куп ствари низ Да, беше Треба така да пробаш начин околу све. open world, Отфотано. колку толку, еко сега, ама имаше мишен, ама никакви поинтерс. Да, така. Никакви поинтерс. Абе ги цениш некои игри се многу поише, кога знаеш што е позадината? Као на пример, еве ова од Blizzard што рече. Да, вајде, не знам. Онака прави Знам, прешка. јасно ми е, знаеш што, Колку им требало ова да го направи. Јасно ми е. Јасно ми е што стварно. се влага во правење игри, да. Ко режисер кога гледа филм. Појасно ми е. Буквално. Да. Па со животни сцена има, па точно знае која била заебанцијата таму. Исто и Да. кај вас. Или Добро, различни. Ама види, тие сигурно па многу поголеми тимови. Тие се огромни тимови, имаат нивни енджин, све им функционира веројатно многу лесно пошто имаат X игри пред тоа направено мултиплеер, имаат разработени системи, така што до некаде Ти у first shooting си влага, што кажуваш и сега и Half-Life. да, генерално Сигурно сакам- Counter си Ти си дробил. Да. геймер, шутер? Најчесто имам, да, најчесто first person shooter, ама не дека бирам премногу. И не знам, се јам играм, не се. Која е ограничувам. некоја игра вака што ти има обземено, која за Thief? Која Vice City на времето ми беше. Ој така. мене. Не Vice Сан City. Андреас. Да, Таа беше и пред Сан- 20, да, така? Не, Сан Сан Андреас е после Vice City. Тоа Епа- не е GTA? Да, GTA GTA, тројката да. тогаш. 1, 2, 3, Да. па излезе Vice City, па Сан Андреас. Е, па ја за На тројката. PC ги играте бе секош? Јас ти ја многу одамна се. Да, PC. Ти си PC играч? PC. Ама имаш PlayStation и чуда или не? Од фирма земав еден PlayStation, што си го шантрам едната му нааму, Аха. ама само за една игра која што ја има само на тоа за да можеме да изиграме Bloodborne, Аха. ако ја знаете. Да. Ако немате игра на Dark Souls, не ја очекувам. Ни Bloodborne, Не бе, не да ти знаете. викам, не сме ни актуелни. Не, еве, сакам. Нити сме геймери па. А, добро, добро. Од Не сме детство до Нема врска што тоа. било актуелно. Ја дури Ама би не, рекол, PC мене генерално. со Thief ми завршува и гейминг кариера. А, Толку после. Отвара и затвара, то тука бил. после, толку. што? Ја Маре, имав имаше период. добра на мафија на Sony. Да, па добро, И на компјутерија имаше да. па Мафија 2. Да, Таа да. беше баш ко филм да ко Goodfellas да гледаш, ама го играш. Да, Vice City, GTA like игра беше. Сега, Така е. знаеш како сум вака, само си О. романтизирам М. колку убаво би било така Шансен. некогаш да си седнам, да си најдам нешто како... Знаеш дека истото го мислев и Што го те направив и не ми беше убаво кој што си мислев. Ко преска муабетот бе што те спречува гитара да свириш. Нема време така. Нема време. Е па Знаеш тоа е. зашо? Тоа е. Па UFC. тоа е. UFC не Реално. направија лудило играта. Стварно нереално. Да. UFC игра. UFC 5, значи не можеш да замислиш што реалните. Ама како ти си менаџер или се тепаш? може да тепаш, бе? играме версус. Јас си го бирам кој Ко Mortal сакам. Kombat на времето. Ко Mortal Е, Kombat.
И си ги бираш, ама си ги бираш реалните карактери, си гледав вчера UFC, јас со Ислам Да. Макачев ти играм, ти со Джек Дела Кој Мадалена. NBA што има? Кој е NBA, кој FIFA. О, И има во UFC направија Become a Fighter. И ти почнеш од нула кариера. и си не- градиш карактер. Како саш да изгледате, то важи да има какви овде, да има да нема коса, И да си брада, додаваш, очи. сакаш speed, agility, Да. strength, така? Каков тип на фајтер си? Скил, Да. джиу-джитсу, граплер, ово и оно. И си бираш класа на играч. И си го и јас си викам би земал една недела животот слободно, би се Тоа. затворил дома и да изиграм. И се деси кај мене играв мене која FIFA мифа и другаров имаш UFC. Ај викам ме мрзи, ја го земам утре, ќе дојам да го земам, некоја сабота беше. Викам топ, дај да пробам ова. Буквално си карактерот у джим имаш тренеров, ај се прави, конца доа кога туторијал те вози и сега ти вика добро, hey man, you got your first fight. Dana White's Contender Series. Леле, Абе, истиот пат, Мочање угаки. И сега идеш, сега тие се малце послаби ово, не игра. И сега изиграв 2-3 победив и па ти дават UFC контракт, па контендер, па дали си ranked, па абе патот годиш. Спонзори, пресконференции, бираш дали да си трештокер, дали да си поштован, она да ги почитуваш. Second life. Second Life. И мислев кој знае кој ќе биде јако и не е беше толку јако. Абе, добро. Не? сега. Да. Зашто? Предобро е све. Мене не ме... Ти не си у нема- тој мајндсет не више. сум више, не. Онака ми е као... А има и Тур де Франс игрица. Ама е как ти си менаџерот. Аха, они си. Повише е менеджмент, кој имаше на време Не, ова си се тепаш буквално све. Со стилот што ти си го Да, избрал да, на да. начин на кој сакаш да изгледа карактер. Предобро е, нема збор, ама и на NBA го имам играно, кога порано беше многу поинтересно. Ама нема. Добро. Сега играм и знаеш како ми е. Као да го губам времето. Знам, тоа е многу лош момент. Као да го убивам. Знам. Као, Тоа е многу лош ако се момент. собереме 2 на 2 FIFA, немам проблем. Зашто има јадење гомна, све. Да, Тимови дружбата. сме, да. Е, па истото. Се вреѓаме со све, нема. Од со истата, гладби, со од чуден. истата причина јас претежно играм Сам? мултиплеер, Да. сам поретко играм. Затоа и се израдов, кажам, мултиплеер, да. викам топ. Исто, Тоа да. е најмногу. Сега на овие години 3 сата на нешто такво да утепаш, ќе Не си ми е кажеш забавно веќе толку. овие 3 сата и ќе сработев и ќе Ќе Ја легнеш више не порано можам на крај. филм да изгледам без. Епа- 2 сата филм ми е више. Епа истиот проблема. Истиот Оној проблем. Франкенштајн, Ти си знаеш додадев- колку пати се... Сад време сонки си додадев. Да. Што многу поише ми вреди. М. Ќе спијам саат поеш. Оној Франкенштајн не може да се накарам да го гледам, човек. Да бе, да, знам. Сите добри ревјуз. Глумецот ми е лудило. отворам, ми фати око add to list. Мгм. Wish листата ми е Да. wish list, ама Епа, јас го имам истото, ама што јас не гледам филмови. ти си Знаеш со што игри. филмови играм игри. Да, да. Аха, што е Ама таму. пак истото се сведува, пошто признаат ги изгубам ново. Не. Па стварно. Дали да Ама, пробам нова игрица или слично? Fuck it, може да не вреди. Треба Да. епте на тие препорачања. Леле, да. Еј, а што ако се заебам, утепам 3 сата на погрешната лоша. игра? И да е лоша. А, бе, сега нели, на крај не можеш да знаеш. Ти си у тој свет гейм девелопер, ти можеш да го продаваш тоа Ја ќе речам, као ресерч. чекај сега малце сега. Абе, можам, ама као пак опцијата ми е или ќе играм или ќе работам на играта. Не разбираш? Добро, да. Ама this point сега, ова This фаза. point, пак имам работа на играта, не дека нема, ете има багови, има оптимизации што може да се Добро, ама прават. нема 19 сата. Нема нели нема толку критични си работи кажеш, бе? највеќе. Нема, Па не, со релиз дејтот вика спиеме 5. Другото тоа Ама е. онако сака и сега може има на што да потроши 20 сата. Имам, имам. Аха, и да додека е лайф. Секогаш има бе човек. Не, за игрицата За конкретно. игрицата, Мгм. апла за игрица. Лайф е, сите ја играат Да, да. и он ќе се отвори у билдот кај него на компјутер. Бе, знам дека тука можеше боли, дај да му седнам. И знаеш како можеш да утепаш може, така може. 5 дена? Тоа крај нема така. 5 дена и успат ќе опоебеш 3 пати. Епа, тоа. Полошо ќе го направиш. После Тоа е. ќе се кршиш главата, Да го опреш тоа. да го вратиш кај што било нема да можеш. Не пипај тогаш. бе. Уште 5 дена кај што било не можеш да го вратиш. После ти Да. да раката си ја скршиш. Мгм. После проблем да се вратиш кај што беше, а не да оптимизираш. Софтвер. Не дире мечку у пичку. Ама ти
Ти Пак си има- почнаш, ти си онака по струка програмер, баш? Да. Претходно работев на мобилни, на веб Така, апликации. нормален девелопер, така? Да, девелопер. Ама, но ова сум почнал да кажам, не знам, сум бил основно, сум рекол, сакам игри да правам кој ќе пораснам. Тоа сакав да прашам. Да. Ти И- си девелопер, ама Сум девелопер, не си од одма гейм девелопер. Првото нешто што сум пробал да го направам било game related. Така што сум почнал Аха, со гейм почнато. Усредно OpenGL куцав некои ствари. Окей. Некои ситни работи, ама сум Добро. онака да кажам со таа цел имам влезено Значи, во Ти софтвер. од душа си гейм девелопер. Сум девелопер. Дека game тоа ти е од developer, многу рано како желба ти постои. Game Да development, си да. развиваш. Не ми Окей. личиш како некој класичен геймер. Не Што знам. си имаат игрица и Ride or Die, тоа. И Dota има, не знам, 2000 сати изиграно. Така. Тоа е зарем за тебе Ама тие просто се про геймер. геймери. Мало? Ти да не меша, ја тоа би Не рекол про. дека е про геймер. Не бе, имаме еден Не. другар. Класичен Геймер геймер е. Страв да му отвориш hours played. Не, добро. Ќе ги видам 3000 Не. сати. Ама он е про. Игра као про, ама не Про игра као- ванаби. Кој ја што тренираме, бате. Кој ти Да. што тренираш? Види, многу е Кој ја добар. ти што тренираме? Да, многу е добар, као игам, дечко, ти лесно можеш светско, не, сега светско, ајде толку. Лесно можеш у тим да влезеш. И таму да ова, да се смее стално. Као страшно добар играч е. И игра една приспивна ќе се пуштиме, а и другариве мои се овако. Ајде и се пуштаат на накво си зборат. Да, бе, да си На прават слушалици, игра, да. Ајде дам лев лейн, ти средина, ја ова, ја она. И стварно играат една и си легнуваат. Добро. Аха. Ама играат. И Да. игра и вика, Дото е Абе- моето мото. И Дото играат, една приспивна Дота, ајде и се пуштат тоа. Ке изигра и стварно ќе си легнат. Ти не ми личиш дека Не, имаш не. таква игра што Не сум Ride or die со не, некоја, не. оние лол, па овие се Дота, па тука. Не, тие се Кампови. поименам има неколку игри кои што што стримерски игри се тие баш Кантер на пример. види поинтересно ми е да гледам различни работи, да не го гледам едното исто. Тоа го правам само заради друштво. Ако има Overwatch е игра која што играм само заради тоа што друштвото игра Overwatch. Поименам. Ама не сум таков кај што оваа игра ќе играм и точно. Ако некој ми рече ова е добра игра, ќе пробам играта. Ќе видам што е. Ама ми личи GTA дека си ја сакаш така и се. Ама неам играно GTA Од тогаш? многу дамно. Петката изиграв ја поминав кампањата и толку ја не сум човек што тоа седи ја- и кисне на една игра. Да, па ја би ја цело време. поминал кампањата, ама и Па толку и ми се досадуваат работи. што е ќе open сменам worldот нешто. на GTA? Не го разбирам. Цел град може да го Мултиплеерот, не open worldот, мултиплеерот што е. А не знам, неам играл. Онлайн може GTA. Да, ама не знам. Неам играл. Но, зашто, Колјате и двајца. ама нема се, јас сум истиот карактерот валјда е тој. Од кампањата е едно бате или Мислам дека не. Некој друг е. Мислам дека различни карактери можеш да направиш карактер, мислам дека не сум сигурен. до таму отишло. GTA има немам играл. GTA, мислам дека петката имаат развиена ден такво како имам кастом модови за играње, Аха. имаат некои се тркаат, не знам што прават, RP играат, некои ствари, поименам, roleplays. Таму не го сватив никад мултиплеерот што е. Не сум онлайн. разгледал ни јас. Искрено не Тој сум. играта е карактерот, што играш ти кампањата, ќе си ја поминам. Цела причата е таа, ај чао. Да. Не знам. А Red Dead 2 е она што имам Беше двојка. исто е open world. Не, Red Dead, знам која е кецот и јам играна со каубојци индијанци. Двојката е двојка валја. Најнова е сега Најнова, излезе. да. Така? Една Што од се моча нај- алгаки најочекувано, до. Ама кога ми ја објаснуваше другар колку е немогуча, вика човек само си ја пуштам и си правам хајкче и си варам чај и си Да. седнувам и си Со гледам, карактерот? да бе да си гледам не знам на некој Grand рипче, Canyon, да, и си гледам некој езерце, си палам огинче, си варам кафе, карактерот, и тоа е. Као, Тоа го смиро, ја гас. тоа он го прави, као тоа Јасно. го нуди игрицата. И така, тогаш, така слушајки го, си го изромантизирав ле шоуот. Така би си уклучил игрица, онака. Да си... А има и коњ, и со коњот ќе јава до негде, ќе си го врзам коњот, си запалам огинче, си направам чај Да, бе. и ќе си седнам, мака и ќе си гледам у езерото. Do what makes you happy. И па ја на Xbox се свртев уствари Red Dead кецот. И купив Sony 4 и за 3 месеци го продав. Онака NBA пошто не
Не ми се игра во моментов. Ја гасам. И проаја Четвртка. време. Да. А сега е петка? Петка, да. И Чувам, проаја време и сега имам време да играм Sony, ама не ми се игра. И зашо го земав, ја викам, шо и го продав. Петка нема шанси. А ја дури ќе мислев за тебе дека си толку инволвиран во девелопмент, ќе се створи и одбивност више од играње. Да, до негде. Имаш такви денови. Абе, повторно се враќаме, треба секогаш да изберам дали да ги имам, дали да овај. Пробувам нешто на страна да правам, најчесто онака, не знам, пробувам се тргнам од компјутер. Знаеш зашто ми е чудно ова што го збориш? Затоа што ти си наоѓаш задоволство и во девелопментот. Да, апсолутно. Ти си интересно. програмер, у душа тебе Да. те задоволува, тоа те исполнува да куцаш Вистина. код за игра. Да. А ја никогаш сум го немал тоа. Ја не сум програмер у душа. Мгм. Јас сум оваа кариера одбрана затоа што таа сум можел да ја правам и знам дека ќе дава добри плати. И сум да. се, знаеш како као добар сум открил дека сум добар, доволно добар за да можам тоа да ми е кариера. Ја на прсти бројам моменти у 20 годишна IT кариера да ми причинило онака задоволство сега. Кодот. Ете тие неколку моменти кога треба да се оптимизира нешто што е толку абстракција на колегата не можам да му објаснам што правам, а не на луѓе други. Тој до мене што тоа му е работа не знае. Ете така на прсти у 20 години да имам задоволство сега да програмирам и не знам. Да. И затоа ми е мене чудно. Ама тебе ти си го имаш тоа како опција. Тебе Мерак ти ми причинува било, задоволство. мерак ми било, сега види, со текот на времето, колку повеќе стрес имам на темата, толку полошо станува. Порано може би сум го гледал како хоби ми е ова, ама ако хобито ти станува професионално, више не ти е више толку хоби и више не ти е, не може да ти биде толку многу аутлет, пошто не може од друга страна, како ние сме луѓе, бараме баланс на работите во животот, не може само ова да го правиш, ако го правиш само тоа ќе ти биде многу досадно после некој време. Да. И јас у моментов, затоа што толку време сум работел на оваквото, моментов ми е досадно. Тоа е проблем на страна. си од оваа игра? Сум од оваа игра конкретно, ама и од развојот на игри сум до некаде заситен. Не можам да кажам дека не сум. Изморен сум, 6 години го работам на ова. Изморен сум во моментов. Која би била разликата да си гейм девелопер у некој од овие огромниве гейм студиос? Нема да имаш никаков импакт во тоа како ќе изгледа играта, како ќе се осеќа играта. Па која мангата што Ти си ко роботче кој ти стигаат ќе ти стигнат таскови на джира ќе и си ги куцај. решиш и тоа е тоа, да, немаш. И тасковите ќе бидат онакви тривиални некои. Не знам какви ќе бидат. Смени го дугмето онаму. Не сум работел во такво студио големо, ама пак. А главниот тоа батето што одлучува? Гейм дизајнерот? Некој мора да е head Да, off, некој да вака ќе биде. Per games се ваѓа. Ама ако си прво еден хед можеш да има, не може да има повеќе и второ за да стигнеш до таму треба да изедеш многу леп пат. Треба овие таскови да ги Треба тоа многу да. Ама тоа најчесто е ама дел ама и од тоа- фаундерсоте. Гейм дизајнерот е дел од Зависи. Уствари, како Зависи вашиот од фирма. случај имате сигурно еден Да, што да, дава така. амин, само вие сте шесторица, не сте шесто. Да, Вие сте ко стартапче. практично да. Имате потреба кога сте така мал тим за она код репозитори? За да не си правите конфликти чува? Да. Како функционира Па на тоа Git. у гейм? На Git вие? На Git, да. Со го на large file storage. LFS. Добро. И толку. На Git си работи. И Не е Apple проблем. исто си комитувате, си Да, пушате, да. секој локално си ја има околината. Да, Git, стандард Git. Не е ништо специјално. Git со LFS за сите модели и текстури и сите ти работи, пошто не се текст, не треба се мержаат, не треба ништо со нив таква се прави. Аха, тие се прилично статични. А другото си е нормал C Sharp, да, и вие само си Да. си ја билдате локално, си сменил нешто, имате некоја какви од software development аспект, кои правила вашат во game development?
збориме за оној Agile, Scrum или вакви бранчови, онакви, не знам, некако долови ми го workflow-то со билдови, на циклуси, како тој дел. Мислам дека нема, ако ги споредуваме game development со Normal software software. development, као малце се двојат game developers поради некоја причина, затоа што многу поутилитарно кога да гледат на некои работи. Океј, карактеров овдека вака треба да се понаша, добро, тоа е тоа, има ли нешто, кога нема functional requirements, нема стрикно дефинирано, Така. вака мора да функционира, не мора, како ќе се договориме и како ќе изгледа окей, така ќе се направи. И истото важи и за принципи на development, затоа што мислам дека Agile може би некој нешто што може да функционира и веројатно функционира во некои случаи, ама ние не гледаме се, не се држиме до тоа, едноставно редиме, ова треба да се направи приоритетна листа и со таа по таа се водиме. Ама пак си имате некој борд. Си имаме issues board со сите таскови што треба да се направи, Така, по и- него се водиме, да. Ама немаме оно спринтови, не правиме спринтови. Едноставно бега бе како. идеме до ќе поврадам. такви сме као дали играта, дали можеме да правиме билд, можеме да правиме билд. Има ли Да, уште бе, нешто ајде да го- критично? Или има ли уште нешто критично што треба да се доправи тоа? Ајде билд се. Така А функционира. некоја природна динамика не ви се случи онака ај секој петок да пробаме да извадиме и чисто пред да затвориме неделава да Имавме испукаме еден проба. билд за да видиме. Имавме пробано да Да идеме со изиграме. така, ама нешто работата додека се развива игра многу почесто, сега, барем у нашиот случај, многу често работите беа онакви у воздух, инфлакс што се Аха. вика и може да не функционира играта добро. И заради тоа е многу подобро да имаш, окей, овие работи треба да се средат, после тоа правиме билд. Зашто иначе нема да можеш да завршиш нешто, нема да можеш да направиш нешто играта поема. Нема да можеш да стигнеш до кај што треба, и така заради тоа беше поише онаква. А одговорноста на бордот, на issue бордот, на Има, кој има. кој Има, го да. координира тоа, отвара, затвара items. Си ги Сами. отвараме заедно и се договараме, сепак сме мал тим, не сме Да. сме многу луѓе и за кој највеќе би изгледа дека припаѓа негова си работат. Си одите у канцеларија или од дома сте? Одевме у канцеларија до април, мислам дека. Ама после тоа не знам, Ама нешто Тие ваше под си кирија најдовте бевме? негде? не под кирија бевме, ама пошто требаш сака да продадат станот. Ние Така да станавме на тоа без- мислам, у станче си одевте, Во стан тоа ви бевме, беше да, ама канцеларија. го продадоа после станот и реков од дома ќе Продолжи работиме од дома. понатаму, да. Затоа што додека трае активен, ултраактивен развој кај што цело време се менуваат работи, се прават работи, многу повеќе потребно да бидеш со луѓето и се договориш и да нацрташ и да скицираш Како и што не? е да е. Ама на крајот на девелопмент кај што више знаеме што е што, немаше толку многу Секој си потреба, терен само сам, требаше еве листата на таскови вокала, еди, прави едно. А кај нас како проаѓа играва? Луѓе играат зима? Да, има, Што мислам рече има прес како кај нас не испоштуваа малце. Да, не испоштуваат доста кај нас локални луѓе, тоа е тоа. Нашиве гейминг комјунити? Да. И ете, GG како едниот. А, ти така мислиш. Неги другото. Аха. Мислам не, зборам и општо И играчи. си ја зимаат. Да, Абе на Steam интересно. се На купува Steam игра се така. купува и на Epic се купува, да. Вие Epic имате мислам дека увид малку во поевтино. статистики таму? Имаме овие, да. Мислам дека на Epic поевтина е малку. Колку пари ви кошта играта? 15 15 на Steam. 15 на 15 Steam. долари на Па Steam. мислам дека на Epic е 13,5. Добро е Што фер е тоа многу. Тоа е нефтина игра. Мислам, оглед Ајде на тоа испоштувајте, колкава ама е- се штракнете. Да, да. Со оглед на тоа колкав тим сме и колку време работиме, мислам дека е фертина. Човек, тоа е... International е брат, милион бајс. ручек у ресторан е тоа, бе, Е. да му е. Што? 1000 Да. денари не е. Еден ручек у Еден ресторан е ручек тоа. е, да. Вие сте прва игра македонска, она... Не, има повеќе, ете Excubiter што спомнав, меѓу другото. Ама оваа е Оваа ниво. големина, да, мислам Ја дека не сум слушнал сме- друга, ова е играчки за деца. Мислам дека Една просторија, сме види, има како- све е демо тоа, немало на Steam она да излезе. Имаше уште неколку, ама так постари проекти, не е толку големи, не е толку опфатни. Тоа би рекол. Иначе имаше Steam ли извадија Онакво физичко? не, онлайн
онлайн да рендерира, а јас да сум само клиентот. Има оние GeForce Now го има Тоа. Тоа е со Nvidia Steam го врзано. Не знам како им е изврзано, го нема Така, пробано. баш така и го видов, Nvidia го Nvidia прави, го има тоа и да, ти стрима на некој друг компјутер и локално ти ама нема да играш. Steam игрици таму. Од Има, ја има, мислам дека има. Би требало да можам така да ја играм. Од јас сум на Веројатно меку може, моментов и веројатно за може. тоа. И Веројатно барав некој емулатор или не знам што, не ми се прават виртуелки сега само Да, за да. тоа. И кога го чув тоа, дека они можат онлайн да ти ја рендерираат и ти само да го гледаш Да. интерфейсот. Дилеј има само тоа. Тоа е најголемиот проблем. Ама гледав некои онакви ревјуз, као се трпи со добар интернет, као у милисекунди. Добро. За баш у шутери може и највише ќе оприметуваш. Да, third person помош. Ама не знаеш дали е знам. со Steam поврзано? Веројатно е, мислам дека е. Мислам дека, ама не сум 100%. Ја мислам дека за Steam беше целото Nvidia. Можно е да има со Steam. Ти правиш subscription со Nvidia и секој пат кога ќе сакаш да и ти пак треба да си купиш игрица од Steam, значи едно е subscription на Nvidia. И секој пат и сега ти си купуваш, си добиваш лиценци од игриците и кога ќе решиш, окей, ај сега таа игрица што си ја имам купено, ти уствари инстанцираш виртуелка. И Nvidia ти ја вози на сервер со GPU-а, бла бла бла, он ти ја рендерира и само ти ја пушта на тебе. Не сум си 100% Ама треба сигурен. потврдам, Не сум пробал, не сум видел, не знам. Оти нормално дека кога дознав, На Linux работи играта патем. Со на Proton. аха, мислиш дека можам нешто да хакам да правам за на Mac да ја пуштам? Зашо на Mac не Не може? знам да на Mac. Можеш, На ако Mac е не правена за PC, не можеш, треба да правам Да. емулатори некои, ама тоа почнеш ли да чепкаш со тоа е готово, ќе појавиш све. Да. Ја можам да инсталирам виртуелна машина, се вика тоа, на моето, ама тоа го немам правено многу одамна за работа, го правев едно време и Да, за марање. истечени ми тие се посебни лиценци, а не ми се кракува више. Се надевам дека и за Mac имаме билд наскоро, ама не можам да ти метам ништо. Од што зависи сега да имате билд за Mac? Види, никој од нас нема Mac, тоа е прв проблем. Сега треба да најдеме уред, да пробаме да видиме дали ќе работи и за да можеме да тестираме. Ама и сигурно не е тоа straightforward, ај само реформа to Mac. Од Unity не од Unity, пошто работиме со Unity има. Unity ќе може билд во Да, Unity. Исто интересен момент што може да звучи интересно за програмир како тебе. Unity начинот на кој што билд да работи, C# кодот го преведува во C++ и C++ се го компилира. Океј, значи вие само треба да одберете билд за Mac. Билд за Mac треба да одбереме, ама може некој од библиотеките нешто сигурно и ќе треба да можно е, ама не знаеме, ама не сме пробале. Separate codebase само ќе се направи, за да ако случајно нешто треба да се преправа, па да Не, обично сакаме еден да имаме, пошто иначе ќе биде така. И после ќе треба преправаш библиотеки. Обично што возат за на PC, ама не ти возат на Mac. Обично има два файла, има .lib што работи за Mac. Значи окей, значи не е ове, добро што работи на Windows, така да. Види, може и да немаме проблем, ама се дека не го истестираме и не се осигураме дека квалитетот е како што треба, не би сакале да го ветуваме, еве имаме Mac, еве верзијата, ќе симне некој на Mac, нема да. Значи не ви е онака. Мораме да пробаме. Не ви е решено дека дефинитивно ќе има. Не ни е скроз решено. Веројатно ќе пробаме, Меѓу време ја ќе пробам ова со Nvidia. Добре. Имам еден PC, ама тој ми е од работа, тој треба го објаснуваш што инсталираш, не може. Личниот компјутер ми е Mac у моментов и тоа ми падна прво глупо кога дознав. Ама многу набрзо кога дознав, ти викам го дознав ова за Nvidia, си викам еве како ќе ја играм. Ама ти кам не сум го прочепкал. Не сум го видел јас тоа се уште што. И by the way, унапред, да бидам искрен, нема да ја играм. Добро. Само многу сакам да ја отворам и да ја шетам мапата. Ако. И да го шетам. Дед моментот го сакам. Да, и да го шетам. Ама сега уште кога ми кажа 8 километра, вие го имате измапирано Скопје. Мислам дека така испега, да.
Значи, сакам да си го онака, да го имам тоа искуство на компјутер кај мене да си шетам у игрица у Скопје. Макар и 15 минути, сакам да го направам тоа еднаш. Како бе? Знаеш како, не знам зашто ми прави многу мерак. Да се прошаташ, да видиш, да ги видиш зградите. Имате некој minimal requirement од вас, мислам, од очекувањава на продаени од игрица за да може следен проект или да се надгради овој, не знам како иде. Не сум сигурен колку доаѓа. Горе доле некоја математика ми сте си направиле сигурно ако се продават волку ќе можеме. Не сум сигурен колку требаш. Ама сега Иде на многу или она премногу? Па не. 100.000, 10 100.000 ако продаваме, ќе бидеме топ. бомбон. Мене 100.000 многу јака бројка ми звучи. Па е јака бројка. Затоа реков, тоа ќе би биле топ. И што знае Не 100.000 знам, 30.000 продавате? веројатно ако продаваме би било. У први 2-3 Окей. недели како сте? Не сме толку. Не, добро, нормално, па не. Ќе видиме. Иде Тоа е исто така, нели, на други платформи ако ја уствари направиме речеме. све заедно тоа иде, Така, така така. што ќе треба и тоа да поработиме најверојатно, не сме уште сигурни дали ќе правиме, што ќе правиме, треба се издавачот да Промо искомуницираме малце тоа. поише, промо, што ја да не беа овие два тројца наши на Инстаграм, не како, немаше шанси да дознам, како ќе да знам. Да. Ја не дознав од интернационално некако. Добро, ама од друга страна ти не си ни во кругот, не си ни таа, геймер, управо си. дури Прав ако си, да. си имало реклама нема до тебе да стигне. Право си, да. И Ама со да 100.000 направиш. продаени, што е, мислам, Не знам, дали игра Ќе видиме. надградуете или шанса оп нова сакам сега да ќе правам. видиме, не знаеме уште. Само Уште- што тоа ќе имаме шанси да работиме. Море убав Понатаму. момент, има било што на хартија идеја за нова игра? Во Вие моментот сте сме студио. да, во моментот сме Blizzard преморени од македонски? ова. Не, во моментот сме преморени од ова и Да, бе, јасно, више, због тисано, сега да, сега сме онакви као Тај Пол- нека заврши више. малце се смируваме, дека чекај, полекај. Сега мораме да се средуваме багови, да си решаваме тие проблеми што си ги има играта. На тоа сме во моментот фокусирани. Пред Некој се доаѓа ентузијастичен со нови идеи. има. Престани. Си доаѓаме со идеи, ама да видиме прво што ќе што ќе направиме тука. Добро. Така. Значи прво со ова треба да се среди, па Прво со ова треба да се досредат работи, после ќе видиме. па добро, Така. ајде, дај Боже. Ајде, фала. Купија таму за да има. Да, Ја немам Steam. да. Кажи ми нешто за копирајт чуда ако земам од негде клипови да искористам у монтажа да вметнам Ако земеш од нашите видеа нема никаков проблем. од Инстаграм. Можеш слободно. Ама таму ви се вертикал, не. Ама на YouTube имаме, Има на и YouTube, YouTube. имаме. На Да. YouTube побарај. Да. Од нас или од нас земи ги слободно. Оти сакам да долавам и на луѓето што ќе видат Да, епизодава, бар на неколку моменти нешто од геймплејот, да видат како личи. Слободно од YouTube. Ќе Некој земам, што ќе не ставам. знае што е Steam, што е сака да игра Валатер, објасни си каде да ти ја најдат. Steam.com е? Steam Си правиш акаунт? Да, правиш акаунт, кликаш buy now на играта и толку. Ако пишеш Скопје 83 Steam на Google, ќе ти искочи 100%. Леле, И ни- таму има ни Steam копче. не мора да пишеш. Сега само пиши Скопје. Веројатно, да. Game. Или на Epic. И на Epic. И што треба да му е минимум компјутерот? Минимум компјутерот треба да биде компјутерот 16 гига RAM да има, тоа е многу важно. Шта? Ништа. Сите виши скачат со 16. 16 гига е минимум, да има да е онака, да е геймерски PC, да е релативно нов. Некоја јака GPU графичка? Не, 1060 треба да работи без проблем. Тоа е више 5 години стара графичка 6 години. Добро. 1060. 6 Да не гига. бара да го со гајде 6 играта. гига Па кој вирам. стои? Да, Добро. Тоа е тоа. 6 гига вирам. И... Среќа дека ви. Така, фала И ви. дај многу. Боже Blizzard. Фала ви многу. Па сега идеме високо цилево. Фала, Фала ви. Кристијан. Фала ви на вас за поканата. Ајде, поздрав, Поздрав, чао. се гледаме Ајде, друга. чао, пrilika. чао. Чао. БК15, кој братот апарел, имате 15% со нашиот код